Лопова. Увек осетим. Кој е подобар од Макс Верстапен моментално? Биф во прван пот. Јас ти кажам, пак уште се држам на Хамилтон дека е подобар од Верстапен. Сега мислиш дека е подобар Хамилтон од Верстапен? Да. Има го менталитетот дека лоша Знаете, трка е второ место и ќе биде шампион. And Box now, Box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1. And it's lights out and away we go. Unbelievable stuff coming out of the final corner. Здраво на сите и добродојавте во уште една епизода на Сектор 1 подкаст или Сектор 1 подкаст. Вашата доза на Формула 1 во Македонија. Јас сум Давор, тука со мене се Мартин Хило, и дечки. Адријан. Ја. Поздрав, значи тука сме во нашата 7 епизода, денеска зборуваме за рунда број 6, така да, за големата награда на Мајами. Вау. Спринт викенд имавме малку и пауза ни дојде, така да сега да се привикниме пак на ова темпо со снимање, со прогноза. Па реално после 3 трки човек. Заборавме некако се една недела пауза многу бе ни дојде, замисли. Да, добро, одморив Тоа малку. тие снимањата Како, на sorry, најнашта да. беа и Да. вау. Сега че не врата во Дефинитивно. тек имаме 3 сорет, ама Клучните 3 трки дури Уште не можам три да ги победа. кажам во цела сезона, само има време за. Да, има време за нешто да се задржиме на Мајами, има доста за зборување дечки, така да Ако- ако немате друго што да дадеме, да влеземе одма во рейс рейтинг, да си кажеме наша оцена, зошто, како, што не бенди се, што не бенди се. Така да оставаме еве на вас, ја доста зборував, еве Мартин или Јас кој започнам сакате прв. вие да говорите се за Адрен, дали имаш спремно веќе нешто или не? ти немаш спремно. Оцена, Јас- почни ти, јас Ајде. после ќе кажам. Онда Па би рекол- On the spot, еве, 7,5, имавме реално добра трка, ама мене, па и не знам, мене спринтот ми беше дури поинтересен од трката, али Сега за трката, така само правиме мојот. сега за трката, да. Ако Ево, даваме оценка за трката, 7,5, колку кажавме за минатата трка? Джеда? Да. Не па. Дали кажав 8? Ајде, 8. Не, ти не беше за Джеда. Не, ајде. Стварно не беше Да, али кажавме пак рейс рейтинг имавме во нашите. Нема врска, не. Ајде, ќе ја ставам тогаш. Ќе ја ставам 8. Ајде беше умсет. 8 нека види. Имавме одлична трка, доста акција. Ај Адриан баш Адриан, да. По ти што глобала ја ќе го земам цел викенд. Сега трката ко трка, Оти рейс рейтинг трка. Ние рейс рейтинг, Према бре. мене беше трката, еве, Оти не даваме иначе цена на цел викенд, абе даваме. добро, да. добро сега, значи овој викенд за мене беше најубав. Знаете зошто сите. Би Ја. дал искрено исто ко Мартин, 7,5. Сега иако за мене Уиѓе трката кабије. беше Да. 10 од 10. Да, Ја нешто да. излеа, јас сум аутсайдер. Кажи, Иако за мене трката беше 10 од 10, јас би дал еве 7,5 пошто еве од реален аспект би дал толку, а глобала како викенд искрено беше одличен, да може Да. би најдобриот викенд во 2025 спрема мене општо. Зборувам спринт, целиот тој хајп дождо на спринто и ете тој билдап за трката што искрено беше предобра трка, особено првите 20 круга. Така да се надевам дека и следниве трки што ќе биде исто така добри. А Мајами сигурно, за сега останува сигурно. најдобра за мене. Мајами доса најдобра трка ти? Да. Цела сезона. Мене Бахрейн уште ми е станало дека би И најдобро. мене Бахрейн. Ама Мене не знам, ја вака ме чудите со оцени, стварно не знам дали е до мене нешто Уште некоја ќе гледаš некоја друга 9, трка. нешто, деветка. Не, ја Али? ќе гледам 6 брат. Зошто? 6 од 10 ми беше шест? трка. Е, А, брат, баш, јас си рекол повисока оценка. слушај, Ја гледај. повисока оценка, Не, тоа не, ми не. кажа, Ти Ти мислиш да чудам цело време дека се Да, ниски да, оценки? Не брат, да. ја мислам дека се гледај брат, што освен првите 20 круга што беше после интересно во трка. Ферари драмата. Ама Ферари драмата, ама тоа не Добро е е, на сајта, стаза да. акција, види. Да, И да. давам, че дав 5 од 10, ама имаше борба за водство, значи Макларен против Верстапен, тоа беше интересно. Моје мислење можда сум, не знам ако не се согласувате, пишете во коментар, пишете ваша оцена, не интересира, се разбира, ама еве од мене 6, вие двајцата се согласувате за едно сумче, така да Може. 7,5-8, да, али 7,5, искрено не знам зошто 6, али окей. Да. Вкус мислење. Ама види, само првите 20 круга бе интересни. Али После тоа беше тие Ферари првите драмата, 20 Карлос круга? Сайнц. Што е најдобри Ја до сега испадоец. сезонава. Искрено. Дали Значи, Јадријан види вака се чакаше дождо, затоа јас Да, значи затоа да не тој дојде хајп никош. не дојде, ама
пак Околу сите 20 се спремаја за дождо, 20, како да 30. речем. Сега на 20, на 30, на 50 и на 100. Може, никош не ќе бе. видиме. Пак си е 20 круга, ако се за 6 Ја, само ја. тоа Ајде, беше. бе, нема врска, мислење Окей, си, ајде, може окей. јас Нема врска, Не окей, знам окей. што кажам. Продолжуваме. Малце Прогнози, Controversial. дечки. Прогнози да видиме што сме кажа, аре малце заборајани, ми се искрено, нарно што си ги имам пишано овде. Прво да почнеме со Адриан. Тој го стави пол позиција Ландо Норис. Не. Победник Макс Верстапен, исто така не. Неголемо изненадување Шарл Леклер. Не, така. И нула. неголемо не, бе, разочарување не. Пиер Гасти. Да. Да, Да, дефинитивно. да. Дефинитивно Не тоа може. поен, зошто Алпин требаше биде во поени, не бе едноставно и тоа е Требаше? тоа. Кратко и јасно. Требаше да биде Ако во на некој не поени. му е јасно зошто. Не очекував јас. Адри реално. требаше да биде во поени. Да, значи се зошто? Пошто по Джеда беа многу добри и сметајте. Улична стаза и Мајами е и Джеда е. Иако е друг Сосема различен различен леаут, леаут. да, различен леаут Не, е. не, би А дал и- поен за Гасли, ама ме интересира зашто мислиш дека требаше да Е се поени. разочарување пошто првично и на квалификациите испадна во Q1, Духан беше пред него Точно. и општо како викенд глобала Не трката види неја. беше, не види беше. И, не, значи потенцијало што тој го има како возач што се прокламира дека ќе биде шампион во 2026-та. Низно сме го задав. Значи едноставно ако Реално. сака да покаже дека Тоа тој ми ќе биде намира шампион во ватра. 2026-та, треба да вози максимум од Алпино, иако Алпино моментално не е некој си добар болид за да може да даде се поени? бори за поени. Ја мислам дека доволно кажа за да Мислам дека Само тоа- ради мавето Јапинг заслужи сешен поен. доволно. Ајде ми Еден да. поен. е. Еден поен, еден Значи поен, еден еден поен поен. сите 4. Март. Пол позиција Оскар Пјастри, победа Макс Верстапен. Обратно, брат, че тоа. е. Ајај. Најголемо изненадување Луис Хамилтон, најголемо разочарување Јуки Цунода. Реално, Мириса. Хамилтон изненади со реакцијата на радио, така да. Хамилтон не е баш Не, изненадување. никако, Ја мислам дефинитивно. дека нула. Цунода пола. Оти? Оти? Разочарување не е Цунода? Мене ми дадовте за изненадување за Цунода, како Да? може да и разочарување. Да. Добро, да, малце. Малце сме изгубени, Нема дечки, врска. значи немаме снимено дефинитивно некој време освои поени покастали. и на спринто и на трката. Добро, да. Да, Нула да, поени. да. Ја имам пол позиција Ландо Норис, победник Оскар Пјастри, изненадување Јуки Цунода, разочарување Џорџ Расел. Ако давам за Цунода пола поен, Пјастри победник, така да Еден и пол, да, пак си прв мале. Поени Ти по сме? Да, поени по Мајами, јас Ништо, имам Адриан. 10 и пол, вие имате по 4. 10 и пол. Вау. Колку сме разлика? 6? Многу, не, онака треба неколку трки да го Најдиве нема. три трки, Не го добро нема. луѓе поени оди. Може и треба да се На последната да се дабл зашли поинт 2014 10 и година. пол. Еј, Actually, замисли. онака Даури напри Верстапен. Пјастри ви прам брат, не. Моментално пијасти, да. Имавме да овај викенд фан Новитет. прогнози за прв пат, значи нешто ново. Welcome to Се надевам дека ви беше podcast. интересно вие да си ставите ваши прогнози. Најмногу поени собра Леонид Димовски. Честитки до Добар мојот пријател Надрител, близок познавам, другар и да. морам да го спомнам Поздрав пошто до Лео. почна да гледа Формула 1 откако снимаме ние Стварно? подкаст и се внесе И се има многу најмногу поени. по спорто Вау. и почна да го гледам многу подлабоко и еве сега на првите фан прогнози има најмногу поени и Ја мислев Да. дека има гледано пред. има да порано, али сега веќе подлабоко почна да ги гледа Може, трките и цело време правиме муабет, коментираме, ме прашува прашања као А како? Мило што ми е. значи да, ова, тоа е што е многу ова добро, и да. баш ни е мило, прашувајте Сектор еден сите ефект. така да. Тој имаше 2,5 поени, тоа беше најмногу да фан прогнози, на пол позиција ги имаше пишано Верстапен, победник Верстапен, изненадување Јуки и разочарување Алонсо. Мислам дека доби поен за Пол Верстапен, разочарување за Алонсо поенче и пола поен за Јуки. Да. Исто Точно. така да ги спомниме и тие што беа со 2 поени, значи за пола поен разлика и беа 5 души, да, ако не сум грешка, Стојановски Теодор, Братучет. Матеја Трајковска, Еј. сестра на Мацига, Чупетреска, Жиказ и Стрезо. Значи Поздрав до честитки сите до сите, да. и пишувајте за следната трка и, Да. и ако има прогнози. Сакам некој некој да Еве. направи 4 Интересно, Дали дефинитивно. ние, дали Мислам дека Тоа ни не може да ни врти. ние Не ни може да стасаме. никој нема до сега. Дали јако Да, рапам не. 4-4. Дали само на прогнозите само по бод собираме и не по поминативи дури Мислам, по пола, првиот- по пола, и само првиот- по пола, и ништо само Првиот подкаст куцка. Давор 3 имаш и Да. од тогаш Вау, значи од тогаш. Јак старт има Championship mentality, тоа е тоа. Да. добро многу да не Вау, вау. глупости. Веќе да преминеме на спринтов може мислам. Не, Или- чекај. Имаме да си кажеме најдобар возач тим. Ај. Накратко, Ја накратко. заборав Ајде, таа. накратко. Ја да кажам, може? Може. Повели. Ајде, најдобар возач
Најдобар возач Мекларен, брас. Најдобар возач Алекс Албон, за мене, не бе. Значи не, меѓу двајца, или Оскар Пиастри или Алекс Албон, мислам дека Алекс Албон Пиастри си победи да му дам на Албон нешто. Најдобар тим Мекларен, мислам дека најдоминантен викенд му беше овој, иако не беа на пол позиција на двете трки, ама освојате како што објавивме ние 58 од 58 поени, така да максимална папалба од мене за Мекларен. Тие се моите најдобри тим возачи. Вау, тогаш јас продолжувам тогаш. Ајде со најдобар возач. Го истакнам оно Пиастри, тука нема никаква дилема. За најдобар тим, ајде. Би му дал поен, беше би рекол и Адриан за Вилијамс, дека Вилијамс стварно беше Тоа е Джеймс Малсов дека да седи со да. Вилијамс беше стварно онака доби дури подобри резултати од Ферари, значи тоа ти е Да, дефинитивно. Возач најдобар Алекс Албон, нормално, најдобар тим, иако би по аспект на фан би ставил Вилијамс, дефинитивно Мекларен се најдобриот тим, мислам најмногу поени, сите поени, уствари максимум поени што може да ги има ги освојува, 1-2 спринт, 1-2 трка и се гледа дека нивниот болид е најдоминантен, така да ја чакаме Шпанија. Вау. Ништо нема биди после Шпанија, мајте. Ќе видиме, мајте. Да влеземе пред да почнеме за главната трка, да кажеме нешто малце за спринт трката, како што кажав, имавме и спринт овој викенд, втор оваа година. Имавме и мало изненадување на квалификациите, нели Антонели освои својата прва пол позиција, стана најмладиот возач што бил некош на пол позиција. И мислам дека видов имаше како дебата дали треба да ги смета исто овие пол позиции нешто од спринтов со главниве. Мислам дека реално нема некоја разлика, исто време тра малку пократки се, ама да ми викаш спринт со главна трка има разлика, ама пол позиција ја мислам дека може да му се важи ова како пол. Се важи во секој формат, а како пол позиција во книгите. За тоа. Сакам да ти кажам, во книгите нема да се важи како негова прва пол позиција. Да. Ќе се важи ко се важи ко чизве во сабота некоја, да. Не, јас искрено мислам дека тие не треба да се смета. Не во петок. Не треба тие да се смета спрема мене за. Ич воопшто ни како. Да, значи тоа е спринте буквално е на 6 трки, што може да смена тие 6 трки. Да, ти треба да се трудиш за да освоиш пол, ама пак главните поени се освојува во главната трка нормално и на главните квалификации ти треба да го направиш тој круг. Што ќе ти дај тебе услов за да стартуваш многу понапред и да имаш подобра трка него. Нормално, ама тоа е затоа спринт, тоа е направено за да се има повеќе акција на патеката, не е нешто као не знам оти ми зборуваш за спринт трка, јас викам за квалификации, оти да, не гледам некоја разлика меѓу не... спринт квалификации и квалификации за главна. Да, тие се исти, ама пак квалификации се сепак се тие се за спринт трка и нормално но не се смета поради тоа ги спомнав, значи не дека. Ама може да се согласиме дека спринт квалификација е поблиску до главни квалификации отколку спринт трка до главна трка. Па по првично главните се губи веќе од прилика се знае кој кај, после тоа Антонели направи чудо, ама пак беше тука сега главните квалификации те припаднаја на Макс. Да. Што јас уште го сметав дека така ќе биде, ама во Никако последен да момент го ја го сменив пишав Норис. сами текнаве во Никако прогноза. да Последен погоди, момент го пишав Норис и буквално кога и да го Ај, шо ти сменам не Макс. се жали. Ти не треба се Ама жалиш, може јас би и имам Адриан уште сме повеќе назад. поени. кога и да го No. сменам Макс на пол да го пишам како Да, некој да. друг и јас Макс така. е на пол истото Да. беше И Не тоа. треба да се исклучи Макс не е големата Што награда мислите па за Кир. контроверзниот потек да речеме на Пиастри во првата кривина на Антонели? Тоа беше така малку актуелен муабет по спринтот, дали требаше да биде казнет или не. Видовме после многу слични инциденти на главната трка, ама че зборуваме за тоа. Не ја третираја спринт трката како обично како стандард трката. Некој пропусти има е направено FIA, значи цело Мислиш? време така. Па така се понаша, не гледаш, не ги дава казните што треба се да. Значи сакаш да кажеш Пиастри требаше казна да има. Па треба, зошто да не? Сака да Што е кажи, тркачки инцидент и што треба се казни, треба се казни. сака да кажи FIA си прави како што му чини. Да. Кој што Види. ни е пишано и во тамнело, буквално. Не знам, Пиастријате се фрли може во
удиска, ама тоаш беше напред во кривината, на тој Apex, тако зван Apex. Кој се А овде види тука вака, негде едно до едно бе, ама овој внатрешно. тонели прв влезе да. во таа кривина, Пиастри го истурка нема стои место спрема мене, тоа е чиста казна. Тури сите експерти, коментаторите викаја Зошто дека нема е казна, едноставно зошто не му дава казна, спрема мене е казна, пошто тој може сака да си ја одбрани позицијата, мислам да ја земи поточно, пошто Фактички, Стор да, стартуваше, ама види вака Антонели на брейкинг зон легува прв, овој прави лейт брейкинг и го турка, во никој случај тој не го погоди тој Apex за таа кривина и мислам дека требаше да биде казна исто како Макс што му дадоа 5, така и на Оскар требаше му да 5 секунди, а тој Види. си помина без ништо. Ја мислам Многу дека казни мислам дека ги дадоја ФИА од традиреда, не знам кои му се критериумите и јас ден денес се Ја мислам дека прашувам го тоа. разбирам критериумов сега. После ова видов дека поставија некој стандард еве во Арабија што не му дадоа казна на Пиастри, му дадоа на Верстапен, сега не му дава казна на Пиастри, пак си е Пиастри во иста позиција како што беше во Джеда. Овде Антонели да ја задржаше позицијата, пак тој ќе добиеше казна. Иако Пиастри пример го турка од стаза. Очигледно, ја мислам дека проблемот е не е фактички со ФИА казниве што ги дава, туку со самиот правилник. Правилово не му чини. Знаеш, онака и тоа најмногу се гледа кај Верстапен пример, ќе зборуваме еве и понатаму за тоа, ама пример најш нели правилово е ти ако си прв во тој Apex што го вика и останеш на патекава, не добиваш казна. Иако возачов го туркаш. Ја мислам дека тука тоа е проблем и само Макс еве и полека и така. Пиастри почнува да го користи као да си го користи тоа во негов корист. И мислам дека ја предлагам барем, онако ти не ме бендисува тоа правил, не сакам иако најгам за Верстапен, не сакам значи да ги турка од патека сите возачи други што пробуваат да го притицуваат и вака станува невозможно да претицаш на надворешна страна. Така. Ти треба да останеш само ако си внатре на патекава, а овој иако ги стуркаш, значи не добиваш казна. Еве не си текнали Верстапен колку казни нема добијано, само ти останат на патек. И сега со Норис имаше блиски Да, тоа инциденти. станува тренд веќе сега и Да. не знам Помалку дали да се треба да го реши гледаме нешто. како проблем или не, али Па треба да гледаш вакви некои треба случаи, да се трка случува. едноставно Не е до фер. граница Само на не е фер, да, патеката, затоа што не е сега фер. не може ти да го туркаш возачов тоа као ти зато викам. има место на патека и тие се граници што ги дала ФИА, значи ФИА ги дала тие граници, не некој Да. друг, и Е, па треба затоа да ти се кажам. бора on the limit, ете порано можеби во 2002-2003 Михел Шумахер ко се тркаше, може да немало граници тогаш, не знам ги се туркале од стази едно друго. Али сега на тие построги правила ФИА треба да си најде некој критериум спрема мене и да тера по истиот критериум. И нешто што ја би го критикувал е тоа што правилата се многу сложени. И буквално новите гледачи што сака да го гледа спорто, не му е јасно што е ова, кога зашто ќе е добие така, казна. зашто е онака. И баш пред некој време слушав некој си така интервјуа, подкастот така, некој стюард и едно друго, чи биле некогаш во други спортови, зборам, не конкретно за F1 и слично, во спортовите правилата треба да биде направени што попрости за гледачот да ги свати, што значи гледаш и ти да сватиш зошто е тоа пример црвен картон, не знам. Ами и тие што ги Така, донесуваат некој начин. луки, да му биде нив полесно. ако И ќе нив да му биде полесно. полесно. И така мислам дека се ќе се среди сега, зато пак тој е огромен широк правилник, има Да. 1000 колку страни што страни, се да. вели, али треба некој критериум да се направи за и ние како гледачи да го сватиме то полесно, а и сите нови што ида да сватат зашто е 5 секунди, зашто е 10, зашто е 20. Зашто е пит лейн, што е ова, што е она, да му се објасни подетално за да М. може да го свати Дефинитивно, тие спорт. дефинитивно, да. Па јаве, Тоа е мислам некој дека гледиште. не знам вака како што ги гледам како казнува, мислам дека тоа му е критериумов. Ако останеш на патекава и ако го истуркаш, овој не ти дава казна. Амбитно ти да останеш на патекава. Ако не останеш, тоа ќе добиеш казна. Абе и дури правиме еве муабет за казни. Еден возач што доби казна беше Макс Верстапен, се разбира за интересниот баш онака чуден инцидент со Антонели што му се случи нели во пит лейнот, во пит боксот, Да. кога го пуштија Верстапен баш во Али добро, баш не- во Антонели, онака не ни не во беше батот, тој туку крив. беше во нормално не е Верстапен тој крив и крив. затоа е тука прашањето од idiotizam.mp4, поздрав, дали пеналот на Верстапен беше нефер, тоа беше грешка на тимот, а не негова. Тука си апсолутно во право, тоа беше грешка на тимот, а не негова.
ја не знам, ја мислам дека имам претходно видено кај што за вакви инциденти ги казнува парично Да, тимо. финансиска. Казна му дава. Не знам од тоа неопремено дали дека имаше директен контакт, па бе ако мора некој да казниме, знаеш ова ништо нема смени на тимов ако ги казниме во позицијата на Верстапен. Вака Верстапен доби казна од 10 секунди што многу го кошташе, нели од четврт падна на 17. После казна имавме безбедносно возило. Така да вие што мислите дали беше нефер или А сега нефер. Не знам како мора некој мора Мора некој некој да се казни. мора некој да се казни, мора некој за жал ништо не беше изеде криво, казната да. така Да, да ја голтне. 10 секунди на тимо нема ништо нормално. Не можам да се сите 10 секунди. Да му така ја плата штетата што му е направена Антонели, буквално само тоа ми не Да. текнува онака како веќе. Аргументо мој тука е дека Тимо добива казна за тоа кој што кажа како Идиотизм. Тино мислам дека. Тино, се да, вика, кој што кажа Тино. Едноставно во тие тука Верстапен немаше никаква прегледност на ретровизор, тој има светло, Му верува што само му на Тимо. покажува има светло, значи на питбоксо, кој че е сето окей сменето, светлото црвено се пали на Добро, тоа некош не работи. Ше зелено. видовме во Бахрейн. И видовме дека да, ете, тоа светло нив не му работи. Конкретно тука му се дава парична казна на Тимо, пошто Верстапен не е тука крив, тој че добија зелено светло не може да види назад, тука има луѓе околу него. Нормално. Дефинитивно. Мора некој зошто Верстапен да види. Ете кој што кажа, дали ова е некој си хейт кон Верстапен да се дава казниве или сето Има, тоа, Повеќе за Или- ова треба да зборуваме за неконстантност дали е казна, тој на некоја колку она. мета пошто ги го плука буквално председатело на ФИА со тие Да. коментарите. Или со некоментарите, Или само што чути, знаеш, онака Значи ништо не знам која е нервира и онака, математика, никој ќе- која се никој тие нешто го внатрешни. нервира. Го нервира и кој ќе Да. зборува го нервира, така да Никако не тоа е му директна година, мета според мене, така да Не знам, многу чудни кој што кажа. Правилник Да, е да, многу да. комплициран за новите гледачи, па и за нас и ако гледаме. Ете така појче време од некој. Рачуни за коментатори, за За новинари, се коментатори, да. збунеат и не знаеш што Да, се да, да. случува, не па да. ние Да. обични навијачи. Или општо во глобал, еве, мислам дека со таа тема сме и при крај. Ќе ви Општо прашувам ако сакате нешто да зборниме за Ландо Норис со нели на крајот како му се посреќи малце со Па да, еве, виртуелното тој ќе безбедносно преминував возило. дека Како и Лани, така и ова. Да, нешто Да. нешто има среќа Лаки со чарм неа, во мислам, Мајами, да. дефинитивно. Испаѓа. Сега беше во спринтот, да, и на главната трка. Не знам, очекувам јас од Ландо многу поиќе некако да го крие уште тој потенцијал што го има, значи Лани заврши со перфектен крај имаше на цела сезона и добар старт на новава и некако да забушава последние трки, еве спринто му се ете на некоја Посечи. кој начин му се посреќи, ама па и трката. Меѓу Па да. Оскар и Ландо, Па да, така да. трката. Мала За победа. еден bod. Мислам дека и Трката Оскар не главна му некако вернал. му беше по критична, че зборуваме по тајле, али конкретно за спринтов беше искрено добро што заврна дошт на некој начин, некако па ги Не очекував само на растерети спринтот. стварите и морам да го Очекував напоменам за тука главната. Луис со перфектната стратегија. Стварно бе, да. ако Еве заборев конкретно за тоа радио беше работава да влезиме на средно тврдите, Хамилтон му рекол не на софт. Ама Да. и првично сам си рече да влезе во бокс, Што така му да. треба грип. Тоа беше значи, најправилното време, мислам. Али за да му влегување речеш до на кога средно да искористи. тврди да влези, а имаш уште 4 лапа, 5, колку е? 4, Ами види 5. Јуки Цунода го питна на Значи, многу медиум, души и Верстапен влегоја го питна на медиум, средно не беше тврдите, само тој, ама али знаеме дека работава Хамилтон- беше на таа патека, на тие услови ти треба тебе грип. А Да. само тој што вози, тоест возачот најдобро знае колку Да, да, да. патеката има грип за да смени гуми. И мислам дека тука се докажа зашто Луис Хамилтон е 7-кратен светски шампион со толкаво искуство што тој го носи во спортов и дека уште не е готов, дека има уште многу во А него. неговиот тимски колега имаше баш чуден инцидент пред самиот нели почеток да. на спринтот. Ама она мислам дека не беше баш тој крив кој што видов Аквапланинг. Да, Така, аквапланинг. Не беше се за скрос изгуби да, контрола. за Интер, да, за заплива. Интер не беше. Заплива. Дефинитивно така Ај, да. тогаш не Требаше и било. на full wet може би да излезе да види како е. Види Тоа беше вака, по сите сигурно. биле случајно на Мислам. многу пати, не знам Дали дали пак памтиш. многу дошт. Ја не знам она што очекува дека на Интер можеш на онакви услови, а да не направиш аквапланинг, така да. Не, тоа е едноставно, ете. Пак за Ферари продолжува да има
лоши викенди, ако ете Хамилтон успеа на Чеки, тек подиум. почнуваме со Ферари. Така, Успеа да главната се трка. искачи на подиум, ама пак ќе кажам, спринт не е толку битен. Да. Хамилтон нешто си сака спринт, тој во Кина Него, победи во сега трет, брас. И трнува. Пример на трката и Макс. гледаш На Макс обратно. спринтот му е битен, ама Луис Хамилтон не му е битен спринт. И така Па да. на некој начин Па да, добро да. ја вработи. бе. Добар резултат вреди, зашто да не го пофалиме. Да, бе, да. Така да. И друго што за спринтов, нели, на крајо, иако заврши, како што заврши спринтов, имаше многу казни после трките. Нели, Лосон доби, Лосон доби казна, нели, за контакто со Алонсо. Албон доби казна за Непочитување на брзина. возење над таа лимитирана брзина под жолтите знамења. Така. Берман доби казна. исто. Берман доби Му казна, влезе зашто во- го доби Не го Берман? пушти лека и Unsafe во патот на release, куќа, ете, да, тука unsafe е release. Пак ете Три кај што казни плюс Берман. Верстапен и рачун 4 позиции имаше надокнадени. Антонели вака така Си освој освои поени, поени, да. буквално иако те. Да, Макс го спречи да влезе во бокс. И тоа морам да го напоменам за спринто, буквално сите казни беа објавени 20 минути пред Да, бе, квалификациите. стварно. Ја мислев дека Вау. нема на 10. никој казна да му даде дури онака. Буквално јас се А сите лесни порадував. казни беа, пример Лосон заслужуваше Да, казна. можеше да скроз. се реши тоа дури Одма. дури траеше. Бе, види се, имаш ти толкав размак од спринт до главни квалификации, Има барем дума тајте, многу. луиже, кажете. Не, пауза си си. Некој чека Така, овде пијано на кафе. тие работи. Како Пијано Саубер. Фик Саубер. Ја. Види, ако е тоа за спринтот може да влеземе полека за главнава трка, зборуваме, а нема со кој друг тим да се почне освен со најдобриот тим моментално Мекларен, Папаја тим, Најдоминантниот. 58 од 58, значи не знам, ова баш ме подсети на Red Bull 2023. Баш таков перформанс беше. Нема меч за Red Од Bull. и абе Ќе ти Така, кажам само. зашто. не, Ајде, гледај, може. тркава само ако ја гледаме. Оти види, Добро. не беа тоа не најбрзи на според пол да се знае. на квалификациите, како нешто слично како што беше и со Red Bull, ама на тркава сета разлика се направи тоа знаеш тркачково темпо. Тука се гледа разликата кај Мекларен. Тие се на трката на гледаш на квалификации од 6 трки 5 се поден на десетинка разлика на квалификации. Зек Браун тврди као на претходните трки најбевме ние најбрз. Набе, тој што сака може да најбрз. тврди, ама 7 десетинки праја на втори Не знам најдобар тим. која е математика, Лакајнев, дали ги уча од пиар тимов да си правя мабети со Норис, не сме најбрзи, Да. као Само Пиастри признава дека е најбрз онака, не зашто Па и тоа да. која е математика овде Кајнев, али конкретно зашто ти реков нема споредба со Red Bull. А. Јас по мое мислам дека овој болид на Мекларен е најдоминантниот болид во нова вера. Искрено ќе кажам провериш зошто ново. јас Во која онолку камера си стабилен Стварно бе, онолку контроверзно. стабилен болид. Онолку стабилен болид јас немам видено. Не, стварно е- Најперфектен болид може да е, стварно, Па да. така Да, сега некако така сакам може да да се каже, кажам, најсавршен болид. најперфектен. За мене најдобар е така, затоа. не знам. може Во овие нешто се регулации, справа. ама- Во овие регулации, Конкретно Верстапен го правеше Red Bull брз во по 2025 Така е, спрема така. мене. Овој болид баш на двата возачи Затоа одговара. сакам е. да кажам. Че овде има тие и двајца, значи возачи што константно се горе. И болидо е таков што треба да го искористи потенцијал. Еве Мајами му е прв викенд што го искористија потенцијало. Рачун што не ни кажа, беа на пол позиција. На тркачко Да, да. темпо се тие значи доминантни, значи само Верстапен што е Верстапен успеа да ги чува само 20 круга. Емто Пиастри колку круга го чуваше? 2 круга, 3? Патри, да. Значи од самиот старт на целава сезона Мекларен покажуваат одлично тркачко темпо. Квалификациите кои што кажавме, нели, многу пра грешки во таа последна Q3, нели, сесија, дали е тоа до прегревањето на гумите, дали не ги загреваат доволно, дали во таа дата од кој ќе го направи први обид, вториот му е во грешки, дали го чувствува некаков притисок дека треба да се на пол, не знам, али затоа на трка мислам дека ни еден болид моментално, ни еден тим му нема рамен и се едноставно Свашто. еве до Шпанија пак ќе кажам знаеш тука го очекува тој пресврт до сега еве да речеме ако не го искориста потенцијал овие Може да две си трки следни Добера доста панчина. веќе и се напред многу кој што знам Во конструкторски Не да знам се и на дали- 100 поени.
прочитав Мерцедес и Red Bull има исто поени заедно колку Мекларен Мекларен што што има поени моментално во Да. цела табела, така да. Види, цела предност нив му е, како што кажав уште во Австралија по квалификациите, тоа се виде дека нив не му се троша гумине, значи има минимална скоро нула потрошувачка на гумите, кој може ти во квалификации да ја сетиш та разлика до крајот на кругот, замисли му се потрошиле гумиве на другиве, а на Мекларен му биле скоро совршени. Мислам дека се е до тоа, кој што прочитав негде, заслуга за тоа треба да има као кочниците, тие многу влијаеле во тоа, знаеш, малку ги загревале гумиве, не знам, Red Bull тие смета дека е нешто тука нелегално, Па нели? има ја Имаш објавено изјава, да. Мекларен некоја си тука, не знам се точно Тајар Ватер, технички она што дел. беше или не? Да, за кочниците као тука кога да вбризгува вода некако, не знам точно Да. како Red Bull беше. вика дека тие користат нешто вода во тама, мислам дека тоа е скрос нелегално иако Must be the Must be the water. После секој да Ферари си знаеле мора цело време. Да, гледаш. Must be the woods. Види бе цело време Мекларен па се вада, неш му вика нелегални сте овие на сите тестови до сега таманс. Значи единствено најдеш стварно ние кој што вика за Шпанија, ама Не знам, иако јас мислам дека стварно не е До само сега до тоа ќе се- крилце, ќе се видеше- задно, предно, шо и Да. да е. Не, Мислам дека пак ќе има стабилноста на предност. болидо е најбитна, подо е пак најбитен во ова Дефинитивно. нова ера спрема мене. Мгм. Кој што кажа, Red Bull има одличен под, значи, нели, од Адриан Нјуи уште дури беше многу на многу наврати го споредува тој под со другите и мислам дека ова година Мекларен најмногу надокнади на тоа што го направија на време нивниот воздушен тунел од претходната сезона и сега како иди веќе нив му е Да. он напред овој болит и Дефинитивно. буквално Тоа е тој дефинитивно свич фактор, да. апдейт лани Мајами, еве годинава се докажа дека Мекларен едноставно се најдобриот болид спрема мене Да. во нова ера. Доста, мислам дека- најбалансиран. Еве, гледаш, ако можеш да гледаш еден цел лап од Мекларен, значи нема корекции никаде во секој завој што е фатен завршува перфектно, нема коригирање на волан како што гледаме ке сите други. Баш стабилен. Еве А и спореди Ферари на пример со Мекларен. Видов сосема- невина трка, мислам баш една разлика меѓу Оскар Пиастри и Ландо Норис, ако ви текнува колку пример лесно Пиастри се справи со одбранава на Верстапен во споредба со Ландо. Пример Ландо се мачеше колку 5-6 круга, 7 може се мачеше со Макс, а Оскар Пиастри кажа и од после интервјуто веќе знам како треба со Макс, знам дека не треба да си он надвор, туку треба да си внатре. И нели му направи како тој switchback потек онака му појде он надвор, па го претица, го натера на грешка што ретко ја прави Макс, ама ете, мислам дека баш браво за Пиастри, стварно во околу помалку искуство Норис и пак се снајдува многу подобро со еве таа да речем, не знам како да страшна одбрана на Верстапен. Тоа е. Вака, тука можам да кажам дека едноставно Макс веќе знае како треба со Норис. А овој дуел со Пиастри му беше прв дуел измеѓу нив двајца Али добро. и Ајде, сметам дека Пиастри го има тоа учено и го има гледано како ствари се бори Верстапен. М, Кој што кажа, го чекаше на тој late break Да. move, Ко да знаеш дека тоа ќе го направи. Сам и Од јас знам дека закочи тоа ќе го направи, на само Норис време, не знае дека тоа ќе го прави switchback, Верстапен. Пиастри победник. му Не е страв, знам не знам, многу. дали тоа Онака уште не го толку се- научи Норис. Како? Не дека Али не го Норис- научи, сигурно го знае, ама му е многу страв да не ако сгреши тој, да направи некој контакт онака како Австрија и да изгубиш после. Ама Или еве на не Пиастри може ти ти не му е пастрав. пример. И тој Мексико може истото да беше, изгуби. еве Ама не годинава. знам, тој му е стадид. Еве гледа Пиастри Бежман во му е. Джеда му прави нешто на Макс што тој го прави на сите. Да, Сега му прави, значи го прави ко, не знам, го прави ко тој да не е искуснив, знаеш ко Пиастри да е шампионов, а Не Верстапен можеш да е да млади. бидеш добар, пак тоа ќе речем, мора малце да влегуваш. Да. Тој е агресивен е, да, ама поентава кај него е многу друга, не знам како да кажам. Ставно сака да Посмирен го е многу, претица, многу е ама посмирен. како бара начини. Сака со Човеков, лесно. а начинот е еден. И еве, Пиастри докажа кој е тој начин. Да. Кратко и јасно докаже, едноставно, не знам. И дури не го сменува правило, мора така да се прави со Макс, значи тој ќе го злоупотребува секој што правило, како што кажав. И сами тегна, ја имам баш предлог за како може да направи ова правило, Ајде, слушај. да нема такво туркање од патека и Фија, нешто да се слушајте, поминува Фија. без каза. Слушајте, Фија. Ја мислам дека доколку возачот на трешната страна претицува или брани позиција од тој од надворешната страна и не му остави
доволно место за барем една гума, мислам дека тоа треба да следува казна. Ако тој возач однадвор, значи мора да ја напушти позицијата ради тој што е внатре, тогаш следува казна за тој што е во внатрешна позиција. Барем да му остане место да има, знаеш, да не е скроз надвор од таа бела линија. Тоа мислам дека барем тоа ќе го направи пофер за тие однадвори, може да се врати при стигнување од надворешна страна, да не биде се само однатре, да одиме без да имаме страв дека ќе бидеме истуркани од патека. Пак е мислам подобро од ова што го имаме како можам да ти истуркам од патека и ако си останам ја на патеката мане. Треба да се размислива подлабоко. Ништо, Искрено. одиме во Во ФИА. Фија, Семетене ФИА. на Мухамед не Бен Карлос Сайнс Сулейман. сениор, јас ќе бидам А, сега да, председател на Мухамед. Поздрав до Карлос Сайнс серија. до Карлос Сайнс. До Семи. Веќе му исклучивме можност. Сигурно ќе не. Не. Сега дава. Сигурно сега ќе го пушти овој подкаст, ќе рече фала. А, да, ова е Значи добро му сега. текне, Еј, да. значи тие си видеата. Дали требаше да чувам, Требаше да чувам за Состаноков. Требаше чуti. Па, ја не крием, Окей. ја не крием тоа што мислам. Добре. Четврток Софија на состана. Ајде. Четврток Пред седем. имало. Ја. Да. За Мекларен тоа е тоа, значи совршен викенд може да се каже, одиме на друг тим што константно некако не знам шопра со болидов, ама на секој се тука негде, Мерцедес се уште на втората позиција во шампионатот. Како што кажав, имавме пол позиција за Кими Антонели, ништо немаше добар резултат за да покаже за натрки, ама Џорџ Расел зато како Џорџ Расел баш типично Да, си сега освои. уште му се топ 5. си освои подиум, тоест. Да. Значи топ нема, пет, уште му е тој лид Така, Браус. да, топ Да. пет. Да, Сите до сега му се Nothing скоро топ 5. P3. Да, Имаш реално. направи мим си со освои тој во стори, не подиум. знам дали го знаете. Па не, Да. не, Мимон тоа Шагана. Да, видов, That's али nothing. Не види, P3. лесно да се каже дека не прави ништо, Дека не стварно прави е ништо. смешно, ти никош не го дава Не на го- трка. не го заприметивме, Никош не онак, го секогаш си е заприметивме, трет. не го Чим си трет правиш нешто како да, Да, речем. да. Не може и Може така да- да не Да, правиш да, ништо. да. Али да пак се каже дека беше малку на среќа тоа што е до овој позиција. имаше со среќа Макс. тоа што заврши трет, а да не беше тоа виртуелно безбедносно возило, ја мислам дека ќе беше и пет. Имавме само Албон safety ќе car, беше да, пред ќе беше Расел многу и интересно. Антонели. Оти Ова не е ми bold дадовте statement. пола поен за Џорџ Расел. Ќе го дека е кажам зачарување. понатаму. Ако беги ти во шампионатот. Доста ти е, бегаш многу напред. Оти не си Паваров, јас пола Беги поен ќе за во Расел, шампионатот стварно ќе се пробаме не тоа сами ние со А што трипл ти беше хедер. Расел? Разочарување. Па не, Цел разочарување. викенд е за Антонели. Ма добро, трет Добро, не мора заврши. значи трет. да, тоа заврши. Натрет заврши, добро. Тоа што Значи ние зборуваме како глобала викендо. Да. Пак си го направи своето. И си заврши трет. Иако е зад Антонели, пак си заврши трет, ме Ештег разбираш? Давор пола поен за случај. Таа е константноста што се бара кај таков возач и дури ја мислам и ова сезона негова ќе се спомнува во таа стрит свон, знаеш, никогаш нема Не, стварно е, да те не заборавиме ова сезона, да. заборавиме. Со ете некои си сезони такви, пример Верстапен 2019-та, Леклер, Гасли 21 беше. Гасли Гасли 21 беше мад одличен, да. човек. Страшен човек беше. Албон 2023-та, забркавам, не? Албум 2025-та што О, вау, Годинава, да, Албон годинава, да. Реално добри. Добри. Почекаваме Вилјам за почекам. До Вилјамс време има. за Вилјам сега за Мерцес така малку ја Значи, позборуваме. пак ете Антонели најмлад освојувач на пол, ми е криво што му го турна рекордот на Етел. Зато тој не го признавал спринт. Ама не, значи сакам му Кажи част, си, ама Андре, не кажи се си. признава тоа ради тоа што е спринт, да беше главна трка. Ќе го брани до живот. Нормално. Поздрав до се. Не бе го. И на Да се телефон. гледа на Не, не. телефон. Се гледа. Да, Не, му бе, го сруши, тоа ама тоа беше има уште 3 години да сруши на главна трка, така да. А ќе сигурно го ќе сруши се секако, Да, не. секако ќе се Значи случи. дури може Колку и беше близко може и би ова. дури Да, може и на Сега. следниве 3 трки да го 600. сруши, пошто Може. му ода Монако е најреалистично ако можеме тоа. Мислиш Мерцес дека ќе биде јаки на Монако? во Па Монако. и лани беа добри. Во Имола мора да не биде јаки. Па не знам. Во Минатата година Монако беше за Мерцес не беше толку лошо. во Монако чекувам квалификацијски. Верстапен. Пол. Така да. Стварно. Да, од се. Не, слаби се Red Bull на спори Ќе криви. видиш. видиш, Вака, видиш. значи за Антонели конкретно одличен викенд, иако може би не го искористим максимум со поени ради ете инциденти сето тоа. Конкретно ова за него е сезона да учи. Не му И треба до него сега да учи значи нема му до треба него максимум учи поени, му е. победи, значи не му треба него топ 3, него му треба да учи. Еве сега научи како е да се стартува од пол и како е да ја изгубиш првата, значи да го изгубиш местото со дуел од возач што се бори за шампионат. Едноставно тука ти добиваш знаење и полки кој што рече нели
Пиастри нема казна, му рекол good to know. Аха, Тој да, сега едноставно си го има тоа в гла и ќе знае за понатаму како се трка со нив. Па и Затоа ти и викам. ќе се фрла позиција во дуел. на стаза кај што немаш воопшто возено и тоа е Да, баш мене Реално- ме чуди колку беше брз и побрз од Џорџ Расел цел викенд. Трката конкретно мислам дека трет стартуваше, така не се лажам. да спринт тоа јас ти кажам. Спринтот на Да, пол, да, трката да. трет. И шест. тоа е шеста одлично, трет, ама тоа е пак сепак- трките не ги максимизира, спринтот ради Да, Значи, инцидентот контакто, со Макс. главната трка, Едно дали време има и втор беше. стратегија едно Да. друго? Да. После инцидент. Контактов минимален на Верстапен и Норис беше втор, да. Мислам дека има проблеми со тој конкретно имаше проблеми со гумите, нешто сигурно онака му беа прегреани. Нема искуство толку нешто слично како Кој што реков, Пиастри што има беше тој да нели, учи. како Окей. ви такнува. Пиастри го беше критикуван за тоа дека не знае да чува гуми во 2023 и малку почетокот на 2024 и сега гледај го што работи човек. Сега Така да Пиастри од 3. Пиастри од Пиастри хетрик. Да, Честитки. Пиастри. Ако е добро, окей, имаме доста трки, значи не да се даваме дека Пиастри сега дека сече победи, да, може Нема и да шанс. можно е и да победи, тоа е, ама знаеш Но дека случи долга да сезонија мислиме. се менува Да. од Ајде трка да на видиме. трка се менува. Да. А и мислам дека и на Мерцедес вака дури спомнуваме за Шпанија нешто. Мислам дека на Мерцедес и нив ќе му влијае оваа промена многу. И тие се тим што има може и најмногу флексибилност на предното крило, ама на задното крило очигледно Мекларен дека има уште такво мини ДРС или не знам што спуштање на тоа крилото. Але му миниатурно скрос уште помалку сега. Не, може не е отвор како на средина во Како што задното имаме крило, видено туку порано. беше како се Да. спушта. Тоа само менува задното многу крило. во протокол на тој воздух и да е Затоа таа и задните мала тешки, мала дупка што се вели менува, значи ниво М. стабилност на болид ти се и кога ќе следиш болид многу менува, значи како да тој воздух што треба да оди нагоре влегува уствари од таа дупка и него му дава поиќе Така, на правци, а Мекларен знаеме дека се спори на правци. Конкретно е Да. Мерцедес Едни се од најспорите добри, се на правците, Мерцедес се добри на правци ради не знам, може моторот ниве да, иако и овие користени мотор на Мерцедес, Мекларен ама нема врска. Едноставно Мерцедес главниот фокус мислам дека треба му биде дури 2026-та. нешто ко Вилијамс. Према мене, според Види маре, спекулациите Џорџ се Расел да не го гледаш најбрзи. во борба за година, например, оти да не може. Не, нешто не да забегува. направи. Не го тоа ќе гледам, биде. искрено. Зошто? Мислам, Константно ја ги баш гледам, константност. повеќе го гледам Верстапен во Аби јас го битка. гледам Верстапен, ама ја ги гледам тие четворица сите. Уште, Да. уште ги гледам. Искрено. Види вака, Некоја јас го победа гледам две Расел, За да. Расел го имаш уште тука, уште Да. во Значи, поголем микс. Расел е тука, ама дали Мерцедес е тука. Мерцедес како тим ќе се Јасно. реши да оди до крај. Не му вреди, стварно. Ама зошто да не се му пробаш? оста. 2026 ја мислам дека му е. Океј, ама добро, еве, Ушат види- се во нивни раце, Да. како што слушам и може и да Според Али спекулациите сепак сите 2006 е ресурси нивна на што тоа да се ја вели, фокусира. а Во според окей, тоа јас што мислам има дека сега, Вреди да се проба, зошто да Па да, вреди да се Ќе видиме. Ако да Скористи се искористи шансата, ова знаеме дека константно еве што што има. еве сигурно ти е шансата 2026. Да. Ти нема да Ама не да можеш да продолжиш. прекиниш па сега да го Е, па развиваш затоа ви болидот. Од Зошто? 2006 бе. Не можеш да Е, па, прекиниш со не тој. можеш да прекинеш, ама затоа земи си ја шанса, ако можеш. Ја Што би мислам направила, дека не би ризикувал никој не е за да фокусиран изгубиш на предност? 2006 освен Уште не се никој. Моите Вилијамс се само фокусирани. Не знам, искрено. Кажа Во и таа Джеймс ситуација- објави се, ама пак време му е пак и нив да се фокусира на таа сезона. Полека, не одма. Од Барем до еве пола годинава има основа добра за да биде втори во шампионатот. Ја мислам дека има надеж со тете мали некои надградби, мислам дека за сега Мекларен се незапирливи. Та да, Според тоа мене. секако. И Мерцедес и веќе треба да се плаши од овие назад отколку да ги брка тие напред. Па да, па да. За Пошто конструктори знаеш, не за станува збор. конструктори еве конкретно Ферари, ако има лош викенд во Мајами, Ферари нема така да ја оста цела сезона, туку ќе Сигурно. се бора. Сигурно. Не да карикирам, Долга али борба за Вилијамс Ферари. ако направи мала некои 3-4 надградби, мислам дека комотно ќе може да се бора со нив. Со Мерцедес и со Ред Бул, спрема мене. Па добро 3-4 надградби. Викендов убедни беа се, подобри ама од е, Ферари. Неколку трки веќе унапред. Викендов беа подобри од Ферари и беа нешто зад Мерцедес. Сметај сега колку може со тие мал свич да направи. Добро, еве, Конкретно за Мерцедес брзина да. тете, Брзина се скоро веќе дури Точно може и од- подобри од Ферари. Нова трка беа. Нова трка Нова да. трка беа, ама се зависи од патеката, така. И е, да, Джеймс да, му го се видов менува. тоа видеото Се дека мерува.
не се закреваме многу, нема сега наредно на подиум да видиме, ама ако е тоа за Мерцедес да преминиме еве и на Red Па, Bull. накратко уште нешто за извини. Мерцедес, као и Антонели веќе полека го мечнува Расел и веќе Пет-еден и сега. е Точно веќе и викендов беше цел викенд подобар од него, али пак кој што кажавме нема искуство, уште се учи, а Расел иако вете вела не прави ништо, тој си прави, тој си знае како да вози. Да, го гледам сериозен вожач, на најконстантен, али не би го гледал до крајот за титулата од тие причини што сметам дека Мерцедес може да се бора во 2026-та многу повеќе да бидат подоминантни, а оваа сезона да му јаста на Red Bull и Max да се бора со Piastri и Lando. Макар што пак рано е, јас сакам да се бори Расел, повеќе би сакал да освои Расел него ли Норис, искрено да правиме муабет. Не Пошто дека сакаш, Расел- ја мислам дека и поспремен. И тоа сакав да кажам, ја мислам дека Расел како возач скроз заслужува болид што му дозволува да се бори константно на Па, врв. дефинитивно Формула 2 го тепаше Норис, го тепаше Да. Албон во 2018-та. Да. Имаше 7 победи во таа сезона, најмногу мислам до денес. Не мислам Во дека Џорџ една Расел би бил во сезона. таква позиција како што е сега. Реално е сега спремен. И како Да. лидер се покажува. Да. Баш Значи, добро минатата спремен. сезона онака уште си бев Не скептик. го гледаше толку. Не го гледав толку, али сега ова константност е стварно максимум. Што Тој покажуваше, беше Буквално одличен против се- квалификацијата. Да, на имаш Хамилтон, али ама па али не ми Сега даваше може да некој е сјај таков. блиску до комплетен возач, онака што би можел да се бори за Али секојаш може да за биш подобар, шампионат. да. Не може да биш Нормално, комплетен, али Затоа викам блиску до. блиску до, да. Ако е Окей. тоа Адриан за Мерцедес, може јаве да преминиме на Red Red Bull не држи. Да, тие шо може да се кажи, не знам, пол позиција има ја. Јуки Цунода освои поени на двете трки. Стапен немаше темпо да се бори за победата, очигледно, значи беше многу поспор од овие. Така да, еве, за Red Bull што може да кажеме друго? Треба да не знам, да, еве надгради ова му е втора надграда со Ред, така, на две трки да се носа. Да. Имола че ја комплетира, ама не знам дали не Хелмут знам Марко колку сум кажуваше оптимистичен. дека ова награда може би не донесла Во Имола? да, во имало би не Кажуваше, мислам пред приближил- тркава, а после тркава кажа дека ја мислам дека ништо нема смени награда. Замисли Red тоа го Bull ти изјави дава Хелмут крилја. Марко. па сега, Red Bull ти дава ништо. али Ама Red Bull ти дава ништо изгледал. Дава само пол позиција да се Е, радувам тоа за да. џабе и Нема после да го врска. гледам што го Е, јадаме добро, тоа е кварениве. опасен. Ова Да, патека да го имаш вака пол позиција, да, Па други, да. а да имаш ракети зад тебе, тоа е Страшно е. Тоа е страшно, тоа е Верстапен. ова патек иако некој многу луѓе видов дека ги отпишаја Red Bull. Јас искрено, кој што ти реков, мислев дека и Макс ќе освои пол, ама го сменив. Не јас, Ландо не знам, на ти крајот. се- Значи ова патека за него општо тие улични патеки, значи се гледа дека му ода на тој болид, значи на Red Bull, дали сепак не се сите исти по лејаут, некој ја бара појак downforce, некој поише бара на правци као Мгм. трек. Ама едноставно Верстапен пак покажа за кој е кој и освои Тој е пол. тој. И искрено мислам Стварно е тој, дека да имаше можеби болит на Мекларен, до се немаше ни да го гледаме. Па да. Било Не кој знам кај реално. го кажа Било негде кој. во некоја трка го кажа. било? од подобри реално. Еви Шарл Леклер го гледам во како шампион реално, Луис Хамилтон го гледам Ма како шампион. тие сите има Верстапен, сите сите се дали, добро, шампиони сега- тие. Добро, Ама пак кој е над нив? Тоа е работа. Па Верстапен е над сите нив. Ради причина што пак Луис иако Хамилтон, Шарл Леклер, да. беше отпишан болидо И што на на Red Шарл Bull. Леклер Добро, да Шарл не е. Леклер, али пак Види. Луис Хамилтон да речеш над дека е над All Луис time, Хамилтон. не, Зборува на all time, моментална ама форма, моментално моментална нема форма и Моментална ова форма. Човекот е во Ферари учи уште, значи не е небитно. комплет. Ова декада Макс Верстапен Мириса на пристрасност. цело време во Red Bull, од кој она? Ова Не може да ги декада- споредиме, човек има Ама го вози најслабиот болид на Red Bull во последниве од 2020 али Макс навака. Верстапен е Red Bull. Тоа да. Ова е најслаб болид на Red Bull. Знам, ама Макс Верстапен е Red Bull. Па е Red Bull, ама конкретно тоа е ко И Тимо Пошто се прави, а и може би уште го покушај да прави, разбираш. Да му придонеси барем нешто за да се бори. И тој го вади максимум. И пак не можеш да речеш ти сега дека е... мора да му дај пошто Чекај, што ќе не се можеш да кажеш? замени. Сакаш да ми кажеш дека кој е моментално подобар од Верстапен?
Без болиди Овие- правиме муабет, дави од овие 20. Без болидо? Моментално. Се знае кој може да ти речам Кој? иначе. Освен Луис Хамилтон не може да ти речам некој. Не правиме муабет сега за болиди. Кој е подобар од Макс Верстапен моментално? Биф во нормален подкаст. Јас ти кажам, пак уште се држам на Хамилтон дека е подобар од Верстапен. Сега мислиш дека е подобар Хамилтон од Верстапен? Да. Не знам, баш ме Јас чуди дека сметам дека така тоа. мислиш, Јас стварно. сметам дека Веќе неколку Се уште- години Хамилтон. Јас не го подценувам ете Верстапен, никош не сум го подценувал, освен ете лани за неколку трки. М. Али годинава јас би рекол да е уште да влези малце Хамилтон уште во форма и дека би се вратил дури подобро од Верстапен да завршува. Let's see, јас Искрено. нема тоа да го кажам. Ајде, Јас така, останувам нека Не на сметаш ти? Верстапен. Мислиш дека не би можел Луис Хамилтон да се врати онака во добра форма? Не, може да се врати, ама И таму подобро како- од Верстапен да перформнува. Шанси нема. Не, ја мислам дека Макс Верстапен секогаш ќе го вади максимум од болидо, а Хамилтон сега не може да вади максимум од болидо. Ни на квалификација, ни на трка. Може и на трка да биде 95%, ама Верстапен ќе биде пример 99, 100%. Тоа мислам. Тоа едноставно се прави годините. Хамилтон кој беше најдобар. Сега правиме му 40 години има човек. Макс Ова Верстапен е во дебата прайм. Е од гледна точка. Се ти те гледаш така, тој гледа, Мартин гледа така, и јас гледам. Ти И како јас гледаш? твојава ја гледам точка. Океј, И јас сметам добро. дека Верстапен е моментално најдобар. Без разлика, значи човеко цела сезона го турка Red Bull на макс, значи Никој буквално нема Тоа сила. е, тоа е. буквално и Мајами, буквално тој беше значи само тој може онака да ги држи 20 Да. круга Да. кај Мекларен. Никој друг, апсолутно. Значи ти да ги држиш 20 круга најдобриот болид во ова ера, треба да си Верстапен. Да, Искрено. И буквално тоа пак се се навратам конкретно на Верстапен, пошто Јуки немаше некоја да си трка, Многу си невидно ги беше, свосете мирно по- беше. очекувањата вози, подобар е од Лиам Лосон и тоа е тоа. Зависи што очекувааш. Да, не, отварам пак дебатата, пак се навраќаме цело време на незе, али конкретно Норис даде една кажа као Макс Верстапен си ја уништи својата трка поради тоа што не чуваше нас многу кругови. Према мене Верстапен оди all in, не с него интересира него трето место, него го интересира прво место. И ете тој менталитет зошто Верстапен е Верстапен, а зошто е Норис Норис. Пошто едноставно Норис е Верстапен трета има приказна, менталитет, така. сакам да бидам прв или поени неќам на својам и завршен или четврт, нема врска. Четврт за Макс Верстапен е искрено слабо. Да. Тој негови менталитет и цел е да се бори горе. Тој сам кажа. А Норис конкретно како Норис, ете му рече си ја зајава трката. Човеку. Има го менталитетот дека лоша Ете, трка е второ место и ќе биде шампион. Има го менталитетот Ландо и таков. да пробува така, ете пробува. Лани нешто така коментираше и пак после резултат. Значи не Ландо само коментирај, нема, прави тоа е- акција. Тоа Тоа е е проблемот. нема џабе менталитетот, тоа е веќе ако возиш, вози, ако не Не, ја мислам вози. дека повеќе поголем Шо? фактор за Верстапен што изгуби трето место беше тајминго на виртуелно безбедносно возило, отколку тоа што тој се бореше со Мекларен. И ја мислев дека треба само да ги пушти, ти беше очигледно дека се каде побрзи значи Мекларен, ама тоа е Верстапен, едноставно сакаш нема да те пушти никош да опрети. Тој е менталитетот кај Да, него. Тоа е Значи пак менталитетот мислам на шампион, тоа те истакнува од другите. Не се задоволуваш со ништо друго освен првата позиција. Иако се бореше за втората позиција. затоа со што Норис кажа под. Мартин, Red Bull ќе ги вложи сите ресурси се за да се фокусира да го уште да очува Макс во тимот. Нормално. И спрема мене да тоа е ја отпише добар 2025 на пример. Good за- point искрено, пошто иако некој тимој ќе отпиша 2025-та, Red Bull нема Да. таква опција да ја отпиша, Тоа така. е. пошто има потенцијал, пак ја мислам дека Red Bull со мали надград би може да се бора со Мекларен. Не знам Може. така. Може. Верстапен поточно може, Да, не Red да, Bull тоа како да. болид, али Да. Верстапен како возач Така е со тимот тој сега, болид Верстапен надграден изјави може и дека- да се бора. Верстапен изјави на патеки каде што потешко е за притицување, таму ќе се надаваме сега. Замисли Значи, до тоа се дојде ни во Red Bull. онако како што Брзината ќе каже. Во Монако? Да. Дај Боже си го право. Па и Така, следна Ја патека така, да. и има Да, еден не, правец е само, да. не квалификациите се многу битни тука. Да. Али ќе видиме, зависи дали уште има таков проблем со тие
да ги речем и вичњаци, најшкрп што се на патекава или спори кривини, нели во Бахрейн беа многу слаби Red Bull. Да. Така да видиме дали надградбава помогнала нешто овие се што ги има. Нов пот е, Да. па такава следна подо е многу битен спрема мене, таква е Па има доста ланија за проблемите текнува. Кај Имола Да. во Италија. Италија. Да. Во За кој ќе по зборуваме Болоња, сега? блиску во А. Болоња. За Ферари. Ти го стварно прашав generic прашање за кај го. Не само пробував да направам транзиција, нека Добра за Ферари. транзиција. Само да беше Ја во транзиција. близина на Маранело, ама не се мислам во близина. Абе добро, во Италија е барем. Имоле во близина на Болоња, ако не се лажам. Може, може. Што имаме да кажеме за црвениот тим? Црвениот тим си Дека е Вилијам се пренди. најака тема за зборување. Дека плавиот тим е пред него. Да. Главо пред црвено. Црвен лапчи или плаво, како беше? Еве, Blue pill, и на red масава, и pill. на масава не е така плавиот тим испред црвеното. Стварно бе последен и овде може не дискриминација. А Јака. овие жолти е кој? Е, тоа е Макларен. Джордан са овие. Да, овој се Джордан. Овие се Джордан. И Red Bull е на Рихо Ова Перес. е она да. како стара мода верзија беше. на Вилијамс и Да. оне Ферари. Не се вратиме Али на да се вратиме за Ферари, да. Маци тебе Вау. ќе те отстапам овде како фан на Луис. Кај да почнеш, не знаеш кај да Да почнеш. се коментираш тркава за нив општо цел викенд, дали спринтов, дали општо не знам. Се најинтересното, Спринто, реално со мене увреди да се Знаеме, ете, добра стратегија на спринтот со Хамилтон. Ако не беше тој да си каже и овие немаше да му текне, мислам дека на питбол немаше да му текне за такво нешто да направи таков потек, еве посебно дека му рече дека на средно тврди може да влези и да направи и таков резултат. Али и да не беше и безбедносно возило, така виртуелно на безбедносно. Не, или безбедносно беше сейфти беше на спринтот. Стварно не На крај? Со сефти кар Да, заврши. сейфти кар беше значи безбедносно возило. До крај мислам дека можеше да направи нешто Хамилтон да се можеш да се збори со Макларен, да му засмета малце на овие. квалификацијски, па како да речеме, ете, не знам, Ферари, не знам, не Слаб викенд, слаб глобално, е да. викенд, али општо ти е. А и Хамилтон не забегува долку далеко од Леклер, значи тука се блиско, така да ова е проблем, јас мислам повеќе до болидот колку до возачите двајцата, така да. Нормално. Тие си се блиско еден до друг, само толку му дозволува болида, еве, кој што видовме овај викенд па според Вилијамс. Така, Тоа да, ќе не знаеме што не драматично. очекува, да. Ја и исто и правевме тоа што не пред неколку подкасти му навете дека тој не веруваше дека Вилијамс некош може да заврши пред Да, пред Ферари. пред Ферари. Јас му кажувам дека реално е тоа пошто се Ферари Да. и еве сега ова и доказ Види, беше. Јас не сакам да си кревам очекувањата толку. Да, не мора да Овие- искаш спомен очекувањата, си. ама ако Пошто ќе речеш баш дека што кажа со Ферари- Ферари се и Ферари. очекувањата се Ферари с Ферари, ама не е во лош смисла, туку во добра смисла. Ферари сепак Ферари, Зна да направи. најлегендарниот тим во Формула 1. И секојаш ќе стани така. Да. И тим како Ферари не смеј да на толку добар крај лани не смеј да има ваков почеток сега. Мислам дека али се се- поточен ти испајџо мабето тоа што го кажа дека ако е стварно толку сменет болидов од лани, јаве, мислам дека сега надграда треба да носа во Имола. И ако стварно не ги врати онака во конкуренција, мислам дека стварно направија грешка со тоа што го сменија болидот, како што вика Фред 99% му е сменет болидот од лани. Тоа Мартин Али го кажа, мислам. да. Па за него викам Ја, дека тоа го кажа. Али ете вика Се дека точно испајџото. до последната трка беше тоа максимум она капасити што се вика максимум Да, перформанс од да. тој болид. Мгм. Така да од после сега реално па поарно и така да остане. И Не па, знаеме можеби сега. добро, сега не може да знаеме, да, Да. можеби ќе беа Ама може би поспори, заминаа али- погрешниот пат сега потрошија може многу ресурси што може и потроша на да. нешто подобро или 2026. Не знам јас така како да. може да биде тој максимум од тој биланскиот болитер. Добро, нема врска е, че тоа готово е. Било сега. Уште ми поминало. Решено е, да, али али пак така, да се со навратиме такви резултати, конкретно во на- последните трки беше сјајно. Да се Беше навратиме многу силно. конкретно на Мајами. Значи од самиот старт беа лоши. Значи во никој случај ова патека нив не му одговараше. Значи во ниеден аспект тие не беа во топ 4. Значи ниво брзи кривини, ниво бавни кривини, значи во ниедна делта ја не ги видов Ферари да биде брзи. Тоа е Ми падна прста. Ајде. Нема врска. кат. И тоа е, како да кажам, веќе и треба да се плаша Ферари од тој факт дека ниво брзи, ниво спори кривини не беа тие во топ 4, па топ 5 тие позициите, нели што ги дава графиките, Мгм. straight, Да.
Slow speed, high значи speed. slow speed, high Да, speed. да, да. Во ниеден Зашто се Се распаѓа. распаѓа Нашиот студио се распаѓа нешто паѓа дечки, Земјот. Духови. али па стварно вака изгледаше дали Страшно беше. Ајде, Адриан, Многу продолжи. правиме муви. Се лута богатите Продолжуваме на Ферари. дечки, нешто се деси оде така да. Океј. ова е некој знак изгледа конкретно за Нешто Ферари. да, гледаш. Али Ајде, зборниме за драмава на радио, ајде, кажи. Тоа Еве, знам. ајде, ајде тоа драма беше на наинтересантно. Само е полека, Дио, полека, таа да. беше во трката? Да, бе. Да, беше тоа, беше утрката од Конкретно 32, јас 33. пошто не памтам стварно овој подкаст ја снимам недела после Мајами, така не памтам. Како беше? Глеј брат, значи беше скроз непотребно. Хамилтон беше на медиум, Ау, да, Леклер да, на да. тврди гуми, предни Антонели и демек Хамилтон се чувствуваше онака демек сега имам темпо, нешто онака сакам да притисувам и човеков 6 круга може и повеќе онака не му ја даваја позиција од Леклер. А станува збор за седма позиција. Дури изјавено, дури имаше надеж Хамилтон да проба да ги стаса и меѓу првите, така да. Не, Хамилтон мислам дека сгреши, мислам дека кажа погрешка Мекларен наместо Мерцедес, мислам дека тоа се збуни, може сима тоа, збунија али тоа затоа ме зачуди сега Да, како ќе се нема немаше шанси шанси тоа. да стаса до Да. Мекларен, но Ама мислам дека Али- порано да опуштаме уште можеш Антонели да остаса не барем знам, сака. Ферари секојаш ете така Значи, се види некоја вака, Станува стратегија збор е- за седма позиција, не треба толку ти да се думаш онака, дури на А, Леклер не му менуваше нешто онака, нешто тие се А и тој се доаѓаја да се нервираше. бора за победа. И тој се Сите се нервираше. Не знаш опра. Пак ќе кажам, Тимо е пред се не сме да се прави еден поединец како како овој, за сега барем во тимов на Ферари треба да функционира како тим пошто се назад, спори се, не се бора за шампионат ни За во победа. титули, ни во Не тимови, се ни во спори, ама ете гледаш, ни во фазачи. Хамилтон појче тимски, а Леклер еве гледаш, не Ма, добро, се Луис не мора верувам дека тимски не беше да биде, се. дека не му е вратил онака него позицијата. Не знам дали беше ова прешор од Тимо Зашто? за враќање на позиција. Кој беше Хамилтон? го вратија на да. Леклер? Дека Ами- Хамилтон рече јас во Кина се тргнав, а сега Не, појче му се викаше, мислам дека оти толку чекае. Значи Да. онака многу чекае. Ако не чекаја толку, Требаше мислам наредба, некој да, Не да, беше да, и до да. Леклер, не беше и до Леклер. не знам тоа дали беше него до Тимо. до касно му стаса дали дека Не требаше знам да што се думае тоа, Не знам што што беше беше, исплашени. комуникација беше овде. Проблем со Страшно. комуникацијата. беше Тимо е дефинитивно. тука тој што треба да кажи. Шарл пушти го Луис, не Да. може Шарл да опушти Луис така од ради реда. Ба, бе, Треба да. Тимо да му дај Нормално, да, Нормално. да. од наредба, Тимо е пред се на крајот дено и да му речи Шарл пушти го Хамилтон, Ама па во тој е на Кина, па, алтернативна Хамилтон стратегија. знаеше сам дека е спор и тој предложи да се смена. Така Е, да, па, во сега случајот гледаш- Хамилтон е многу по-тимски него ли зборувам не Шарл е баш е тимски колега на место. Конкретно Хамилтон овде сака да се вклопи со Тимо и мора да биде тимски настроен. Одлично, не може тој да биде. Ама ја мислам дека не беше проблем овде до Хамилтон, овде беше Да, скроз да, до не Тимо. беше проблема во Хамилтон. Не, зборувам. Не возачи овде, никој не е. Овде Тимо е Не, крив дека рече што треба поучи да биде тимски настроен. Мислев Не, да не, викаш тимски нешто. е настроен. Тимски е настроен. Дека треба да биде повеќе настроен, дека не може да биде уште главен во тио, пошто Па да. то не ни Хамилтон се Така бори, функционира ни Ферари. Леклер, нема еден-два возач, двајцата се еден сега. И двајцата треба да функционира како еден за Тимо Ферари да се врати кај што е. Хамилтон се мачи, Шарл треба да му се најди да му биде помош и сите тркачки инженери треба да се фокусира да направи болидо. Не конкретно да се фокусира кон Хамилтон, туку да го вклопа Хамилтон во функционалноста на тимот. Ама сега во А различни мене не ми правци го- изгледа дека тој тим функционира како екипа, туку е сето таму, не знам, Не знам, ова раштимано. сезона му е, ете, Баш и во два различни правци се развива болидите. Да. Хамилтон во еден правец, Шарл Леклер во друг. Раштимано е така сето одлучи. таму, мене така ми изгледа, значи нема комуникација една стабилна. Не, се треба да се Општо. ремонтира цел тим. Јас мислам дека џабе. Значи еве, Онде со проблемите онаква со комуникација е катастрофална. Не можеш ти Непотребна да го беше, држиш избеглива беше скроз. на нови гуми, побрз се гледа, 8 гуми го вртиш за Шарл Леклер. Ми да не е побрз, треба ти е доволно знак дека е човеков на средно тврди, а овој Значи, пред него на сосема тврди гуми. побрза стратегија, Да. побрза. е Искористи нормално. ја таа алтернативна стратегија. Не, најубаво. I'm checking. We'll come Да. back to you. Кај ќе се вратиш? Кај ќе Буквално одиш? убаво му рече, напијајте се, што му рече чај, кафе, нешто исто му рече. have a tea break, well, јаре. кој е тој чек шопра толку? Не знам ја Значи, чеки како може не Буквално треба да траеше размислување нешто, за експерти експерти, не е зуби, за нешто размислување. фазла онака траеше. Експерти сте Кој луѓе. ќе- Како беше вакви сето грешки? драма.
Како вака Не грешка? потребна драма, затоа викам. И Да. после нормално имаше и радио Карлос behind. Да, Да го пуштам и него? Да. Значи, Добро, Хамилтон кажа после сето е за стварно, фраканција нормално, не е Да, Хамилтон не знам човек како што е се за фраканција, лути. она, Тој така реално. кажа од после барем. А се така, тоа е за медиум Добро, и друго. Хамилтон си е смирен човек, нема да А, ги добро, окриви тако, никој. што Абе, беше, смирен. да се пушти на максимум, мора Не, малце. Сакаш многу да види малце смирен на пес? некој Мора начин. малце да биди. Не, там кажам смирен беше после на интервјуа, ако што гледав онака не беше нешто изнервиран, само му е криво што не го искористил демек. Времето му емоционално. течи него, Па викам, нема не. 25, 40 има као. Нормално. Нека се Ферари пробува уште док се продолжува може. со таа нивната лоша комуникација помеѓу нив и не знам кој е проблемот тука, али мора да си најден дали Фред Васер е тој што треба да ги седни и да му рече луѓе за секоја грешка јас ќе ве казнувам. Че М. Ферари беше тим Да брка малце. со најдобрата комуникација во спортот. М. Дури беше Жан Тот. Иако не сум бил можеби роден, ова ја го знам. Јака конкретно, статистика. Значи Жан Тот дури беше во тимо, Не, тоа не е комуникацијата спорно. Не е во спорно. Ферари беше најдобрата комуникација што Мгм. имале тие некогаш како тим. Да. Шумахер, Тот, Рос Браун, значи Вау. луѓе правеа стратегии со по 4 пит стопа и беа пак први сега. Со еден пит стоп тие не можат да се реша кој да оди прв. А станува збор за седма позиција. Седма па, значи Но ова е тоа стварно да не почнуваме за транзицијава е тоа лоша. да време. Транзицијава Ферари како целиот маркетинг што го прави наместо да биде ефективен уствари ова сето пајџа. Не, тоа е, знаеме, Вода. знаевме сите дека луѓе само кога ќе влезе во Ферари, тоа ќе биде маркетинг, тоа и самите први најави беа. Ма не За треба да биде маркетинг за 8% скок на нивниот Тоа да. маркет прайс. Само Така штета да. е што е само за маркетинг за се останато. Еве што и не овде се истото сустативно се да кажа. докажува. За сега тоа е, Исто само и овде вака може има, да ја. коментираме. Не знаеме како е уште Дури И е што смешно, планира? Смешно е. смешно е тоа да. Буквално Ферари беа тим што секоја патека нив му одеше, па сега де му оди, де не му оди. М. На грешка функционира тие Не кога знам. и ту треба добра грешка да е. Не знам. Па и со стратегии така моди. Ако сгреша може и некој ќе ја погода. Ако сгреша па и тоа е најчесто кој ќе сгреша. Дека не најлошо оди. Да, Али- ете тоа е да видиме сега во Имола, евеш, дали надградбава нешто ќе му смени. Тие на тоа се надева, мислам дека сите тоа чека или Шпанија, па тоа е да видиме дали ќе се фокусира на 2026 пред да преминиме еве на тим што се фокусира еве навон на 2026 односно Вилијамс, да посветиме малку време да направиме кратка пауза за нашите поддржувачи, значи на овој подкаст, без нив се разбира не би било ова сето возможно што го гледате ние, така да многу му сме благодарни и почнуваме со паузата. Доколку сакате свежа и крцкава фризура, упатете се во населба Точила, каши студентскиот дом Орде Чопела. Седнете, уживајте во одлична атмосфера. Навалете ја вашата глава и оставете го човекот да прави магија. Но закажувајте си термин со време, бидејќи ваква професионалност секој бара. Една голема благодарност до нашиот близок пријател Секо да Барбер. Доколку сакате да уживате во убаво утринско кафе, да разбиете монотонија и да уживате во убавините на Формула 1 надвор од вашиот дом во убав амбиент, тука е Кафе База, кој се наоѓа во населба Типски во Прилеп. Точната локација ги имате во описот на видеото. А сето ова што го гледате тука, ова прекрасно студио, опремата што ја користиме и квалитетот што го нудиме, е поддржано од Fun Production by Оливер Ангелески. Тој се наоѓа во бизнис центарот во Прилеп, на првиот спрат. Со Fun, сите најдарги моменти од вашиот живот ќе бидат отсликани во еден концизен и неверојатен албум, каде ќе се навраќате на вашите најдобри моменти и ќе ги споделувате вашите приказни до најблиските. Фино, уредно и неповторливо. Само со Fun. Да, сега, значи, како што кажав, да продолжиме со маветот за Вилијамс. Одличен викенд. Сакаш Диран тебе да ти оставам да зборуваш за Вилијамс, а најка знам дека најомилен ти е, се разбира, и сакам да ти оставам честита ти да започнеш овој муавет. Најдобриот викенд Со во 2005. Си реков што чекаш, Нешто човеков нешто се што драматично кажам, се што спремаш. сгрешиш. Нешто драматично Вака, се спремаш. значи, најдобриот викенд во 2025 за Вилијамс, конкретно ја бев пресреќен и превозбуден, иако може да бида многу повеќе поени
ако не беше Не, таја замисли, казна најдобар од му беше, Албон. а не може. Да. И ете контакто на Саинц со Албон во првиот круг. Дали мислиш дека тој контакт стварно му донесло толку штета на Саинц? Може би еве тој ако тврди Минимален беше, еве брат, не нека знам. му носи, пак не знам зошто го плука тука Тимо и јас тука се пренервирав. Зошто го ругаш Тимо, се нервира. ко ти е се даено тебе, Мора да зема пошто треба ти е даено, Тимо те сака, Тимо те прими, Тимо ко те не чуеше, буквално тој да, замина од Ферари, идеме ка Ауди, брат, Джеймс Ваулс, Ауди. Многу интересен лик е. Ајде, кажи. Ајде, може. Слушај, Саинц, Джеймс Ваулс слушај. му тропаше на врата, буквално, и му рече, човеку, дојди кај нас, Ти мора му требаше што Да, Джеймс Ваулс, ти го дефинитивно. викаш. што море јас. Јас би рекол Ти си Адриан да го Джеймс земе. Ваулс. Ти си реално. Ама знам како 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 и објаснува така него, онака ќе каже. И сега ќе ви кажам зошто. Онака знаеш така нешто in deep ќе влегува во Но види традиција. вака, Да продолжиме со значи, моето едноставно, битаство. Си е човекот за видео. Саинц е многу лошо се постави како од пиар страна, почна како немам самодоверба во Тимо. Зошто немаш самодоверба во Тимо? Ко буквално тоа беше тркачки инцидент што се деси и Албон мораше да го претица тука, ете му ја врати позицијата после. Ама ете као бил на 4 круга постава. Дај. А чекај, Да да не се правите кога гафа врати тука. позицијата, мора. Албон му Албон ја ме врати врати на Саинц? па мислам дека му ја врати одма. Не, бе, Албон заврши пред него, нели да? Не, на Да. почеток се претицаја као многу лесно. Тоа што се буни? Па Тоа не, врати па и позиција. јас тоа велам. Што за затоа што штета се буни. толку голема била? Као Не знам. тука изгубил многу време и зато завршил Аха, зад победеше може. Ферари, не. Не се надева ношто на Значи види, подиум. пак е тоа тркачки инцидент и Да. ако не беше можеби таа штета и ако имаше Саинц свеж сет на гуми, Вилијам ќе беа комотно 5-6 максимум. А ти кажав, ако е Расел, веќе сјаен ако резултат. немаше виртуелно Било што. безбедносно возило, Албон ќе беше четврт пред Расел. Да. Значи Вилијамс викендов и општо ова патека, еве, ќе Моди. земам од Лани двата болиди не се квалификуваа во Q2. Двата болиди испаднаа во Q1. Годинава двата болиди завршува Ова во за секој викенд во- го кажуваш, Да, секој да. така беше лани. До лани до ова двата година. болиди влегуваа во традиција. поени. Хард. И то комотно. Емто Комотно. подобри се од Ферари М. и се на исто тркачко темпо со Red Bull и Мерцедес. Албон стварно имаше заборев. близина, Кажи. значи блиско тркачко темпо со Верстапен и Расел. Луѓе, јас Временски ми да. кажеше некој, значи дека Вилијамс ќе се бори сега годинава за такви места, ја немаше му верувам. М. Лани тврдеа дека ќе биде ова сезона е фрлена во вода. Е фрлена во вода, ама Не знам гледајте јас како е па, фрлена во што вода. правиме? Ако е Во фрлена океан. во вода, замисли другата година што би правиле. Да. Вау, стварно ќе сум заплива. ова е уште Гумаче му ете фрла. можам и да го скратам, аве тоа е доказ уште еден дека годинава Вилијамс секоја патека му е му оди да речам. Ето Така е. сем Бахрейн поради тие температури. А и таму беше 12 Повисоки. албум, што не е тоа лошо толку. Пе, пак е лошо што ти од 6 трки на 5 освојуваме поени. А Да. само таму не Тогаш Саинц немаме. мислам дека можеше да свој поен. Да, повеќе од мете Албон. контакти, Да. пак, Да, пак многу беше Саинц уште агресивен. дали... Да, Многу каква беше трка агресивен. беше. Али да. конкретно се Само Вилијамс има агресивно фул беше. пекидж, така фул пекидж. Добри се, Саинц добри се, е дефинитивно вратен запапал, во бе. тимо. Саинц е вратен во тимо. Саинц е веќе навикнат на тој болид и Албон си вози on top of the task. Пак истиот збор, да. Што и да значи И- два топов. Значи направиме на врвот маршински, на on top of his game да направиме. задачата, сакам да кажам, на врвот на своја Да, да, да. Треба задача си мрч да се направи со поставува вака он топ. On Топов top of his истес, task. да. поставува Стварно, некој резултати беше одлични. Запишете. Не, запишувајте ви. Запишете ви. Во Да, продукцијата нека запиша таму. да, Да. нека запиши големава продукција. Напише добро, напише. А иначе дека кажа за Верстапен блиско беше многу смешно беше тоа интервјуто, не знам дали го видовте, ви го пратив. Кажува Албон, ова е прв пат да го гледам Верстапен цела трка пред мене, да е. Дури ко бев во Дали? Red Bull не бе толку блиску до него вика, знаеш, Ја. дека беше стварно смешно, што Буквално, значи. стварно како викенд за Албон, затоа може да се Правото, кажам правото. возач на дејном, Многу може да се каже нема дека што да беше. зборувам, најдобар И стварно, викенд пред Ферари многу сме, ми како е- да кажам.
стварно ми е онака убаво што докажа дека не сум во право, нели, ако текнем на првиот подкаст на ЦИ колку бевме убедени дека Sainz ќе го издоминира всушност албум, дека ќе биде убедливо подобриот возач, Па, а се покажува албум стварно како и на доста TikTok коментари јас што гледам, така пишува сите дека не, Карлос ама ќе овде беше можда му се дај овде попалби на албум. Да, на албум. реално е Си спремен да се албум бори. надвиган. Кажав, Страшно е она јас нешто. се навивам за Тој ше подобро добри од шофери тимови. секој подкаст Слушај, исто. подобро. И очекувам, значи, многу повеќе од Вилијам. Се сега многу тука ќе го Нормално. земам како репер. Sainz кажа, овај болид, ако донесу уште 2-3 надградби, може да се бора со Red Bull Mercedes. Не, па еве, Како си јас тука- би се чувствувал, не знам, не ми е јасно. Па еве, сега ќе те прашам баш Ајде. како ќе се чувствуваш. Имаме прашање од Ивановски.да. Ајде? Поздрав. Поздрав. Дали Вилијамс може до подиум годинава? Да, дефинитивно. Реално, реално, Да. реално. Без Со некој safety car, Реално. со некој Реално. safety car така еве, кај што на некој стази кај што не можеш толку да претицуваш, safety car би играл може би некоја и можеше track Алпин лани position. да Да. освои подиум Бразил. Значи, Еве кој што јасно. кажа. Значи, Во освои дека Монако може. ти е- Да. Па и да, тој ти е Дефинитивно. типичен пример дека може да Дефинитивно. стаса. Па да. Па да, Пошто. значи имаме и лани имавме тимови што беа подобро да Алпин нормално на секој, ама Да. мислам дека стварно ќе биде штета ако во овие еве уште колку има што 18 трки замисли има и да не освои да Сега, на сега. подиум ќе биде заслужува, ја мислам дека овој тим стварно ќе биде мене ќе Може да добијам се на подиум. да се сопни А и на што е подиум. неинтересно, дали знаеш што мислам? Мислам дека доколку некој возач на Вилијамс е на подиум, тоа ќе биде Карлос Саинц. И јас Се така мислам. Стварно така И јас мислам. така Мислам мислам. дека така некако ќе се Така. албум е подобар цела сезона и ќе Да. биде до крај, ама мислам дека кога ќе дојде време за подиум, Саинц ќе биде пред него. Некој Нека нека биде. биде. човек што би можело да направи тоа, да. Да, Албум баш е некако, таков. иако е подобар, да. Ништо против албум, значи Ништо, само да. да така Ова рандом ти е- прогноза, Јасно, рандом јасно. мислам дека подиумот ќе биде Саинц. Преференција ако е подиум. наша некоја, што би рекол. Ако биде подиум, како што кажа Мартин, ќе биде или со safety car или на некој патеки кај што може би квалификациите ќе бидат клучни Значи за таа на старт баш на темпо онака не мислиш дека е возможно. Па види вака, Вилијам се фокусира на 2006 зато на темпо не мислам, али кој што кажа Саинц ако се договора внатрешно да направи некои такви надградби поголеми за да пошто се види пак целта на Вилијам се да биде петти. И се уште неколку трки ако направи таа разлика ќе биде петти. Барем сигурно неколку трки. Тие комотно може да фокусира на 2026. Веќе се фокусирани, кој што кажа Джеймс, пошто годинава пак е Дали сега после Мајами почне да се фокусира на 2026? Не, Или не, се што што му може е- да цело време? уште цело време се фокусирани. Да. Мислам дека нема до есено ние Ова му на е на side project. надградба тоа сега. Освен тоа што се Тоа точно му главен носеа проект. на Sainz да А. се 2026? Треба Да, да му е видиш, главен не, проект. ти кажам за ова година А, side ова project. година му е, а замисли колку се јаки, стварно, види. Се очекува голема. Moment of Освен- realization. освен тоа на Sainz што му Лаша Вилијамс. носеа значи надградби Али не за можеш да да речеш се сега, не можеш да речеме дека се некој тим во средината, е вака се движа дури не се На врво на на врво на се сака. средината, да. Ама Али- и кажи Джеймс Вал, види, на секоја трка различно може да биде, некоја трка е, Да, да. што гледавме Хас се Е, па побрзи, тоа е Racing тоа, тука Bulls. доказува Тоа е што интересно тоа, Вилијамс тоа е интересно на тоа, секоја патека е добар. Да. А лани имаше одредени патеки што сме добри. Мајами пример лани кој што кажав не бевме во поени годинава, освојуваме значајни поени што сме сега Так, так. 17 поени пред Хас, значи. Да. Тоа е веќе Комотна позиција веќе. комотна позиција за сега барем да рајат да се диши. Да. Од тој напад, пошто и Рајат. Racing Bulls ќе напаѓа, нема така да остана, Астон Мартин веќе не ни напаѓа. Така да Рандом ти биткава напаѓа. ќе биде измеѓу Да. Вилијамс, Хас и Racing Bulls за петто место, макар што сметам дека Вилијамс сега може да се фокусира нагоре, Да. а овие долу и тие ќе се фокусираат, мислам Да да го зборни трепа менеш- Вилијамс, Да Вилијамс зборни се менеш фокусира да се Тизанив, па бори може се вика. нагоре, али конкретно накратко тоа е за Вилијамс што џабе ќе трубиме. Ставно пресреќен сум, фала ви. Јас верувам во тимот што од ко замина се Фетел и ќе верувам до крај. Му И прече порака. ова. Предикција, прогноза, кажам Иде опорака, 2027 Вилијамс освојува титула, кој сака нека хейтал коментарите слободно. Пишете ја. Пишете ја да сега. Вилијамс Само која година? 2027 Која година? will be 2027? there. Да. Will be there. 2027. Ај да не бидам 26-та одма Превише оптимист. оптимисти ко ќе речам Ферари, 2027. 2025 Али пак, шампион. Ајде бе, ајде.
Така нека биде. Окей. Дај Боже така биде. Реално. Еј, дај Боже. Ќе биде интересно. Одиме на Ќе Хас, се еве ривалов сеќавам. главен на Вилијамс. Накратко да кажи ми нешто за нив. Ауф, Грешка. што ми се случи. Грешка. Пред да кажеш. Доста. Не ни се главен ривал. Кој Хас. се? Што бе Ферари Ферари ми се? Ја! Седи ти сега, седи. Кој апгрейд военна трка го направивте само? Реално е, Кам, не, зашто? ајде, Хас нека. Смири се дримаце, сега ќе видиме во Имола што ќе биде. Калма. Хас. Ви Stay така нешто humble, за еј. Хас? Ајде, што се случи? Спринт тркава, казна доби Оли Берман. Ништо не ми Што се кажа. кажавме, зашо беше точно беше за небезбедно пуштање во таму. А, во да. битбоксот. Може ми овие накратко да ги Да бе, знам, да, така се накратко миниме. да ги спомниме. За секој имаше нешто што да се каже, чисто имаше спринт викенд и беше малку Да. по-хаотично. Слаби беа мислам во глобала онака Козанив Не беше нешто. од полошите викенди, Берман беше многу ужасен на квалификациите, Сепак добар беше домашна на трка, спринтот. ко домашна трка за нив, али. Да, не сепак баш домашна трка, му американци Да. се тие, ама ете заборев тие па не направија ништо посебно со Тие бојга. конкретно онака. се смета Тексас за домашна. Да, Да, али Што пак чуваш во во Америка Мислам дека дека таму има потекла, пак не сум дома е сигурен. блиску е до Тексас нивна. Па вона, не може. знам, али конкретно само за Тексас пра такви работи кои што А, знам. да, окей. И за Лас Вегас ради тоа што е шоу Лас Вегас. Да. Али конкретно Хас продолжува да покажува неконстантност на квалификации, Да. а добро тркачко темпо, што тоа е веќе кај нив тренд. Никој е доста добар, И значи. мислам дека Хас како болид не му одговара патека, пример. Окон. Шо бе? Ау да, окон, леле, јас се Окон. вратив на. Лани возеше Лани Нико. возеше А Нико. што ја рече Заборав. Нико, леле? Не, Нико рече заборав Нико, дека да го кажа. Kicksauer вози цела. Да. Конкретно за Хас, нивната трка продолжува, значи нивното тркачко темпо е супер, квалификации не баш и едноставно покажува дека не на секоја стаза можат и Да. да се бора за поени. Што е тоа е Што вие проблем можете да во кажете. битката, да, проблем во битката за петто место. Да. Мораш Единствено, на секоја трка да се бори Да. за поени. најдобро за нивниот викенд беше Окон, беше 9 на квалификациите за главната трка, не направи ништо. Да, на добри трката. квалификации Да. за Тоа Естебан беше Окон, да. добри, подобар каде од Берман. А и видовме нели со Берман за прв пат од долго време, мислам дека на главната трка беше проблем со погонскава единица, онака одамна не памтам да си има случајно такво нешто, веќе сега Мотор се на многу Ферари, цврсти. пак да Мотор на напоменем. Ферари, маре. Пукајте, пукајте. Лукање по Ферари е подкастов. Не, ама тоа стварно беше интересно, онака одамна немавме видено, сега моториве се скроз издржливи, така да ет ако немате нешто што да дадете за Хас, гледам да ми се И зборува судар нешто имаше, за дали Хас. Берман имаше судар, дали беше на тренинг или беше И ични Во некој да од беше. Во- во некој од сите беше, знам дека коментиравме. Да. Во некој од сите беше само име. Ордан имаше на спринт На квалификациите, тренинг да или? беше. На тренинг го јас. Не, на сум тренинг дека беше и после не беше. возеше На на крајот, спринт да, ред квалификациите. Така црвено беше. знаме. На Браво, тренинг, браво да. слушате текнуци. Јако. Не подсети нешто Мора да да го- додајме за Хас. Само тоа го памтам. Не, тако не памтиме многу за Хас во глобала. Да. Така Бош викенд може да се каже. Накратко да ги поминим. Да, Дефинитивно. Астон Мартин после тоа е единствено нешто што се случи за нив беше Строл што освои поени на спринт трката. И- И текнува. Уствари, Сударот тоа не го на освои со Фернандо. казни, тоа го освои Да, бе, баш баш док си беше во поените. Шести беше и сега петти доби само што Вестапен пред него. Што Строл е, ете, Рейн Мастер. шампионот. е стварно на 10 топ 10 И уште Строл. се држи така да. И само од него се појани Иван Астон Мартин. Рейн Мастер Строл. Да. Станува Ова е ако. страшно. Ова Туркија е страшно 2020 веќе. квалификација. Не е баш страшно, Да, да, Строл од секојаш бил добар на дош. Може би е Да. смешно дали ако памтите Турција 2020. Can you stay out? Новик онај Тогаш кондиција. Строл беше Ти на го гледаш пол по 2020. 20 секунди си на извртува. пол беше во Турција. Да не Да тоа забораиме. не зборувам. Не Да, али зборуваме. конкретно- Ремастер, ремастер. Многу ми е криво за Алонсо, човек, онака види има колку веќе трки, 6 трки без поени човеков и прочитав нешто интересно, ако не освои поени на наредната трка, ќе му биде негов најлош старт на сезона. Рачуна и 2017 со Макларен со тој Honda, Вау. ужас е Honda мотор, 15. освои поени на седмата трка, што 15. 2015 беа најслаби Макларен како Honda. Не, Макларен кажувам Honda. муабет за Сезонски. 2017 тој немаше освоено исто 6 трки со ред, немаше поени на почетокот, на седмата освои. И јаве сега да видиме во Имола дали ќе го сруши својот непосакуван рекорд или ќе Не ми изгледа освои поени, така, ама ако што Или гледаме, вака, изгледа ќе Не биде ми негов изгледа најлош старт. кој што Дали годините го стасува, Фернандо? не верувам да е до топ повеќе, тој точно Астон Мартин е Се целосно. некомпетентни. Ја затоа викам, затоа Ете, се и тој поврзуваме тим со е тоа. фокусиран на 2026, значи Да. ја фрлија ова сезона така во етеро, ако се кажува, и едноставно ова се буквално секоја трка му има нив преживување. А Мајами, како Мајами, не знам, патеката не му одеше по нивниот стил Да. спрема мене и не може да буквално ете
тој максимум само Строл го изваде, Алонсо ете пех со Хоќе рече, Лосон. мислиш- за Строл. Криво, мислиш вака, криво ми Ленс е Строл? за Фернандо Алонсо. Име. Подобар Криво ми е. перформанс од Фернандо Алонсо. Криво ми е за Фернандо, редовно. пошто стварно е Баш веќе нешто онака. 43 ги има, колку и да има. И веќе нема што ја се Тој само толку со наредна младите. година ја чека веќе. И ја тоа е. чека наредна, мислам дека ако не за не него. направи наредна година ништо. Пензи. Замисли ти ги пензија ставиш и- вака сите болиди и Фернандо ќе ги има возено. Не, Онака стварно, овде ќе толку наполни на цела Еве маса. ти беше исто еден таков болид. Значи, Многу лоши страшно нешто. болиди има возено. Па да. Алонсо 2012 нема. И нема среќа можеби во тоа, ама па и добар, тука да. и сам е крив со неговите Не можеш да знаеш одлуки, точно не е трпелив толку многу како некој Не друг. дава Пример, време, еве, Албо не трпелив во Вилијамс и еве Се полека враќам секогаш на него, тема е. резултатите си покажува дека ако бидеш трпелив, Вреди да си лојален. би лојал на некој начин. Да. Океј. Следни. Следни, Racing Next. Bulls. Јако го завршим момент, морам да те бафалам. Racing Bulls да за нив и за нив ништо басо нема. Исак Хаџар имаше две мирни трки, за малку че освојаше поени, ете поради казната на Юки Цунода. На крај само една десетинка ги делеше, ако не сум грешка. И тоа е, Лиам Лосон имаше па цело време инциденти, баш спротивно со Исак Хаџар, знаеш Исак Хаџар мирна трка, овај Да. инциденти, контакти. На главната трка не би рекол дека беше тој крив, поиќе беше Джек Дуан, што е Да, тоа беше Многу битна извртувањето, тема. така. да, на првата кривина, а на спринтот тој беше крив со контакт со Алонсо, си доби и казна. И тоа е тоа, мислам, за нив. Па Хаџар како дебитант продолжува значи да покажува перформанс, Многу пиеш. одличен перформанс и едноставно момчето е Не. Момчето е Режисера па едноставно да вода. момчето е едноставно се покажува дека е во тимот ментално лидер, искрено. А и мислам дека Пошто имавме Лосон се прашање кој враќа- текнува кога смени, ја не праша Филип Апостол, Да. мислам дека беше кој мислиме дека ќе биде подобар. Мислам дека сите кажавме дека Иса Хаџар ќе биде Па да, подобар. на почеток Така да. види Да, Лосон, тоа ја изгледаше мислам дека ќе се многу врати реално. во темпо полека се враќаете контактот со Алонсо, Да. може би беше Трпелив е малце. Може уште се се рече. враќали, да, полека и Racing Bulls мислам дека треба да се фокусира повеќе на болидо него ли на некој си маркетинг трикови што ги прават со тие шарите, ако сака веќе се бора за то петто место, ако не петтото место ќе му замени. Многу Многу лесно. лесно. Стана е озбирен тим и види го. Значи, не, се зборувам општо за сите, не од страна на фанове, од страна на тим што се прокламира дека се као не сме втор тим на Red Bull, сме озбилни, значи тоа го кажува Баер, Тоа Питер така е. Баер, нивниот извршен директор, тоа го кажува значи порано, уште кога го купи тимо, кога стана главен Да, на тимо, да. рече дека не сме ние дојде ни овде за вториот тим, а уствари еве пак се покажува дека се втор тим и така ќе остана, мислам. И Добро, кратко, јасно, нема е некоја си тоа е Има реалноста. темпо сега беа слаби, али ќе видиме, еве, мислам дека Имола мислам дека ќе му оди многу поиќе, пошто Хаџар ја знае таа патека, Лосон не знам дали ја знае Лосон таа патека, ако нема евентуално тестирано ако има со Red Bull, Можно е. значи со постарите тестира, болиди. Нам Racing И Bulls таму си тестира редовно. Да. Така да не знам за овие. зато Да. ти викам, тимо е од Фаенца, Фаенца е мислам во близина на Имола и таа му е тест Точно патека, момент. така да очекувам да има многу подобар Да. перформанс таму. Мислиш дека ќе биде подобри од вас? Не знам, не сакам да предвидувам. Не би гледало така. По Мислам дека подобри се Вилијамс Вилијамс за сега. моментално во секој аспект, али пак како Сите што кажува солос, трка се менува. реално, сите другите. Вилијамс Од солос трка на да трка митки. се менува, Се. освен тој што е на врва, тоа е Макларен. Океј. Многу го е тоа за Racing Bulls, да преминеме за тимо, може би што добивме најнову вести за него, најнову наслови, онака по трката, значи од Мајами, Кој не тим? знам ни од кај да почнеме, онака станува збор за Алпин се разбира. Аха. Од трката. Значи, Ау, да. па ништо посебно како трка, не знам, единствено ништо што контакт имаше Духан на првата кривина, го надквалификува Гасли, што ја Многу испадна во ми е- неговата Вау. последна трка, го надквалификува Да. и Многу ми е чудно тоа што Алпин во Джеда беа многу добри, ете пак улична патека, а во Мајами беа спори. Не знам, Многу ете, да, побрзи кривини диферент има. лејаут, да, ама пак, ќе речеш улична патека е, значи пак, ете таа тие спори кривини, дали тука губеа многу или не знам, али очекував од Алпин многу поиќе, затоа што стварно ги сметам за тим што има потенцијал да се бори за петто место.
Многу повеќе него ли Хас и Дефинитивно. Racing Bulls. Да. Пошто Гасли јас сметам дека е многу подобар возач. И од Хаџар, и од Лосон, и од Окон, и од Берман. Да. Спрема мене, сега периодов. Мгм. Што Гасли е пак, ќе да речам, има победено трка, 2021 имаше страшна сезона како соло и очекував многу повеќе од негова страна и од тимо. Нели се прокламираете дека ќе биде шампиони Да. и не знам, ете Бриаторе прокламира дека во тимот има потенцијал. Да видиме Можно. што ќе биде. И ја верувам дека има потенцијал, ама не го користи. Во Гасли гледам една титула гледам. Барем една. Стварно? Барем една титула. Реално. Ја мислам дека има премногу талент над него, онака како што има Да. веќе прилика и што Колку го за години има подобри Гасли? болиди. 28-9, Да, така нешто. Има тогаш. Сега време, замисли значи, тоа е во М, 6-7 најстар ќе биде онака. Да, ама Така ова да. е прилично млад. Сега е се млади, Грит, да. не е да речеш многу стар. Не освен дека тој е стар се разбира. Да, да. Алонсо и Луис Али пак Хамилтон, има време, значи, не знаеш годините што носат. Така да. Може. Меѓутоа што му се смееше дека ќе биде од 2006. Добро, се, ама не, не реков јас 2006 нема да 2006 биде да, секако. секако. дека Тоа е има факт. барем една. Дека нема да биде 2006 шампион. Не знам Како и што Даниел се Рикардо, ете, малце Тоа тробеќе дека му сега направи. јас им правам да си правам филмови, Албон шампион 2006. Не може, рано е. Ма 2027 може. Како тим да. Како возач. две години. А, за ќе видиме. конструктор. Аха. Тоа си мислел ти. Ја верувам во Албон, Шампион ама Адриан. ама Шампиони правиме морец. Верстапен и Не конструктор. остала екипа се подобри. Океј. Али конкретно нивниот фокус мислам дека е на надвор од трката. Искрено. Се тоа што што се се чуваш од пост. Деси од Па и после, нешто и да. пред сега ми текна дека нели имаше изјава кој такно од еден спонзориве на Колапинто, мислам, тој малку дури кажа пред време, може би си тие си знаеле дека ќе вози Колапинто и беше го праша кога ќе видиме Колапинто неш во болидов на Алпин. Тој ми рече уште во Имола ќе види. Така да, најш пред да почне викендов. И Тоа е. што тоаш почна тие да се затврстуваат тие фактички шпекулации и на крај испадна дека додуша не започна со тоа, прво започна нели со Оливер Оукс дека ја напушта својата улога како Ама тој тимски нешто имаше директор. Нешто скандал. Тоа Нешто со има неколку дали причини, брат многу му? пишуваше, Нешто брат. брат. Ние му. мислевме дека е поради Бриаторот и Да. Оукс, нели кажуваше дека Духан ќе остани во тимо, ја дека Оукс му верува на Духан, Да. а Бриаторе стриктно си стоеше зад тоа дека Колапинто е следниот возач на Алпин. И дури мислам и од самиот старт Бриаторе имаше верба во Колапинто, само ете Оукс беше над него на некој начин. Да, Другите улога над над него е. него може би беа во тие одлучувачки фактори, а конкретно ете на крај се испостави ради брат му легол во некој долг. Конкретно иначе Оливер Оукс го купи Hightech GP. Hightech GP е тим во Формула 2, Формула 3. Поранешен газда на тимо беше тататко му на Никита Мазепин. Мазепин, да, Димитри Мазепин. Пред да се Оп. деси војната во Русија и Украина, откако мора да го прода после тимо и го купи Оливер Оукс целосно. Е се дали му го препиша на брат му, не знам. Али знам дека поради тие некои контроверзии брат му завршил во затвор Да. и морало опсен поради бил. приватни причини уствари одма следниот ден се шпекулира дека заминал во Абу Даби. И, Така- и дали стварно ради тоа тој би напуштил улога, онака. Па Сигурно. види, не, сигурно, може ја би мислам има нешто некои комбинација на контроверзии повеќе тука. фактори, ја мислам. Ама види. Тоа дали ова Ова со може Дукава, кој со Джек поглавен Дукан, фактор да е. ова со брат му, да, тоа дефинитивно е главен Тоа е од фактор. наша гледна точка, Да. али ај види од гледна точка тоа дека може би тој е некој си вид на криминалец што има Да го некој патија си конечно. бизнис можно. делки па да си гледаш, кажи не знам, ма се на време. повлече. Да не грешиме душа. Никој ама не да, знае. да, 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 да. да. Пак али Конкретно брат му е за сега во, да речем, во криво. Ете, ја мислам дека беше фатен бил со недозволена сума на пари, нешто многу па не пари имал со знам, да, него, нешто точно, така али- бил фатен. Може Чудно, би чудно. требало дека што викаш да враќа долго нешто, ама се што кажа е вистина, тоа е така со Hightech, со Мазепин, значи има. наша гледна тука точка поврзаност. е тоа ради одлуката конкретно. М. Спрема Ја мислам мене, дека е комбинација од двете, еве се погодило баш тогаш и ова со татко, со брат му се случи, тогаш и еве баш ја донесо и одлукава па со Джек Духан, така да можно е да и тоа има фактора и видов и едно интересно што им беше што мислам дека тоа е најмалку онака точно од сите, дека може би Red Bull го бараат Оливер Оукс, дека тие сакаат да го избрка Кристијан Хорнер и да ме го гледаат него како потенцијална замена. Да, да, Ама прочитав мислам за дека повест за брат му Ол- мислам дека тоа не е. Оливер Оукс е Нема се многу добар Да. тимски директор за во Red Bull.
во смислан добар на Па не е тоа добро? карактер, добар на карактер. добро. Ја ќе Не викам мислев како затоа многу извинувам. добар. Че Хорнер е Па и тоа добро е. незаменлив во тој тим и спреа мене Хорнер е можеби и најдобриот Како тимски ја директор мислам на дека е Гридо. најдобар, стварно. Значи ова не е хейт кон Тото Волф е може воено и- бизнисмен, Да се согласам си со го ова брани искрено. тимо, али Хорнер како тимски директор едноставно неверојатен. Мгм. Конкретно не знам ете таа одлука да се замени Оливер Оукс доведе до фактот да на Да се отвори на врата. негова позиција да дојди Слава најконтроверзниот човек во Формула 1, можеби за постарите фанои сигурно, за нас можеби не толку, Флавио Бриаторе. Не, Флавио е. Тука морам да пратам поздрав со една песна. Ајде да видиме, Флавио ова кажуваше Бриаторе. дуровме кажи до го. нашето студио, така да, ајде. Лопова, увек осетим. Завршувам. Добро, значи конкретно ова беше Шови доста, седи. Не, седи. завршувам. Ова може биде Ау, како најголемиот копирачи рим јадиме за на ова YouTube, сега. али нема врска. Лопов е, пошто е Лопов, само самиот збор кажува. Човекот си е Лопов, значи ја конкретно Нема толку не го знаеме, ние али по тие шпекулации што се по поранешни контроверзии, тоест што ги има покажувано Имавме конкретно објава на Crash Gate. Crashgate, да. Човек едноставно се што можел, се што начекал си ги местил правилата по негово, такозвано лопова, увек осетим. Знаеш ти Каква ко сум песна ја? испеј, Мислам, човече, мислам, уште с nama на Адриан. Знаеш ти ко сум Леле, ја? леле. Ајде конкретно еве да преминиме на самата одлука што Си беше ти. побитна еве за нас за ако прекина Адриан да пејсва, разбира, за Франко Колапинто и Джек Духан. Дали прво да зборуваме за детали на одлука или да кажеме дали се согласуваме, што мислите вие? Ја мислам дека редна беше. Може и парано. Деталите се битни. Мислиш дека не заслужува? Не ми изгледаше деталите Джек се Дуан битни во како овој Адриан? како капацитет реално за ово Алпин и не очекувам Види. некои јасни добри резултати. На крају испадна Колапинто знаеме дека е доста спремен. По Вилијамс тоа што го правеше Јас сум поимпресиониран со тоа Колапинто што го направи колку Джек Дуан што го направи. Па Ама така, не може така. да се не, се согласувам, тоа само ти кажам. Само да кажам дека не е исто Вилијамс и Алпин. Мора тоа да се каже, Но, значи не пак, можеш да ги али- споредуваш. Така да не знам, еве, јас би му дал повеќе време на Джек Дуан лично. Мислам дека на крају испадна дека е точно всушност тоа дека имал договор само за 6 трки во 2025-та и еве со една трка нели во 2024 во Абу Даби, што не мислам дека е доволно време. Али еве Флавио Бриаторе кажува дека сака да утврда кој за нив ќе биде правилниот возач или тимски колега на Пиер Гасти. Колапинто чим прави. Дали и нели за Колапинто кажува дека биле само 5 трки. Има договор од 5 трки, дали може би ќе го видиме и големата Пол Арон. награда на Велика Замисли да Британија. видиме Пол Арон во Алпин. Да толку да проба да смена. Алпин. Вака конкретно еве за таа тема. Моје мислење е тоа што Алпин решиле да го ротира својот возачки состав од некој начин е многу добра одлука, зошто едноставно Алпин има добар кадар така на возачи, Колапинто, Духан, Арон, значи сите тие се на некој начин потенцијални возачи во Формула 1 што би можеле во иднина да се Дефинитивно. истакна, може би не шампиони, пошто е рано, не се знае. Да. Пак тоа е може би ете и одлука и на Бриаторе, пошто Бриаторе е поискусен иако е Лопов. Тоа може да го знаеме ете. Најделува на позлобна одлука. Значи, на која што ја делува направи, што би На сакал злобна само тој. одлука, али човек да. едноставно Лопов и не знам зошто ја доби таа, зошто е пак тој во Формула 1, пошто имаш човек бан и може да се деси исто тој контроверзен, не ни Даш се треба. во Имола победува Пиер Не ни Гасти. треба такви луѓе, пак не можам јас Замисли да тоа си, кажам онака, и да надвојак знам, универсум. не можам да кажам и да знам пошто Јас. не сум го следел Бриаторе во Формула 1, али конкретно Постарите тоа што сум генерации го знаат. читал, зна дека тој човек е контроверзен и не треба да биде дел од Формула 1. Некој мисла дека треба да биде, човек кој е злобен, ајде да видиме јас контроверзија и сакам, ама и не ичам искрено некој возач да Адриан е го, против Флавио има тој Бриаторе. притисок Да. реално што го имале тогаш другите. Конкретно Нелсон Пике, син му на Нелсон Мгм, Пике, да. со тоа што морал да се чукни. Небитно. Да. Едноставно Духан
спрема мене е доволно 6 трки да се докажеш. Да, малце чудно еве Антонели во трка се докаже дека е спремен за Формула 1. Ма види, Антонели знае дека ќе вози цела Проект сезона. беше, да. Джек Дуан си Небитно. е Па знае баш- дека е само 6 трки, има Да, и ти е баш ти по- треба во 6 повеќе си трки да се под притисок. докажеш. Баш Ма и поубаво Алпин е да нема да... некој баш ме болид. чуди и ти го неичиш Флавио Бриаторија, а мислиш ко него. Да, не, јас го Размислуваш нечам ко него. како тимски директор на Алпин. Пошто е контроверзен, Ама може се да се согласуваш десам со многу неговата работа. одлука? Аз се согласувам со неговата одлука, да. Океј. Мислам, ја немам ништо против човекот, јас супер што ете кон таков човек што знае тимски директор на Алпин. Реално има знае. Познат Ама лица, да. контроверзен дека е контроверзен и дека човекот доби бан, а е пак во Формула 1 е малку мене ми е не фер спрема многу. Пошто човекот доби lifetime бан, значи Да, доживотен бан доживотна доби, казна. па се туже, Во втора верзија па некоја се тужеле, па му е скратија на 5 години. Чим таков човек добива, Не, тој да, А фейк. стварно што се човек- случи бе, како не како знам, му значи дозволи, човек треба да влеземе во добива детали. доживотен бан, а уствари јаве го Парата сапак нема, на Ако нешто некој што не знае може стварно парата што да- причина, слободно пише, Ја мислам стварно дека- ме Од постариот интересира, сигурно да знам знаем, колку да. не гледа. ве Коментарите замолува ни се пишете отворени, коментари. така да. Дали на Инстаграм, читаме. дали во приватен чат. Читаме. Небитно. Или не. Имаме тука прашање од Адамчевски. Дали мислите како две воено е прашање? Дали мислите дека Колапинто може да се покаже во подобро светло од Духан овие трки? И Да. дали воопшто Тоа е. може да дојде до поениш, што јас, тој, мислам дека е невозможно. Значи, Не Адамчевски верувам мисли дека ја е за невозможно. тоа. Да Верувам дека- Поени Колапинто? Дали воопшто може да дојде до поениш? Ја Уште мислам дека е на невозможно. следната трка. Зошто јас го сметате гледам дека е како невозможно? Не Овие знам. трки да не мисли на петве. Као да ме како Да, има Колапинто тие се пет трки. Тој Да, има се 5 да. трки. Јас сметам дека уште следната трка ќе Да, биде и јас мислам дека- во поени. Па и тесто еве правеше со Во поени? Алпин, така да. Рана прогноза кажав изненадување Франко Колапинто. Океј. Мислам ради тоа што лани на таа трка Спремен уствари го дека тој доби добар се. местото во Вилијамс. Ја пак ќе ви кажам, во Имола го доби местото во Вилијамс. Таа трка После лани таа во трка? Формула 2 се докажа дека човекот е спремен. Океј. Конкретно Fun fact. Духан едноставно Да, да. доби доволно време од причина што тие од старт си планирале да го ротира тој нивен возачки состав. И Духан имаше предност, Дека така е, знаеш Духан дека имаше предност нема нешто. тука, ради верба тоа во што тебе. Да. Духан имаше Затоа викам под предност тука. притисок е неферски притисок. Нема што тоа е, Не е веќе притисок, мораш ви, да она. Ти си Ако во гледаш- борба тука, нема нема. Ако гледаш дека А Тимо што нема мислиш, што верба. се случи со Колапинто? 5 трки че го Ако- избрка и него? Ама не, види. Не. Че ова е сето спремање за 2006-та. Па тоа ти викам. Да Значи, одлуча ова кој е му подобро. дава После 5 трки шанса. пак за мене Да, ќе му направи. дава шанса. Знае, И да, од сите рокати тие збра. трки тие ќе одлуча кој возач ќе вози до крајот во 2006-та. Че јас така од тој аспект ја гледам. Не, така е. Така, Така е, само то. ми е чудно малку, а и сега и Колапинто. Реално ако поинтересно се е. каже че го задржа. Поинтересно е Ама така. имаш да си возач пра- и кадаро на возач што го има Алпин е многу добар. Значи Арон лани во дебитантска сезона можеше биде за малку шампион. Така е. Колапинто е докажан Докажан веќе во веќе, Формула 1. Духан беше одличен во Формула 2 и доби предност како подолго време во тимот доби предност. Пошто Алпин не одеа на некој класа возач ко Вилијамс пример, Сайнс што одеа. Да, да, да. Ама Вилијамс знае Вилијамс, таа на да. Сайнс, така да Алпин ода на немаше некој друг млад тип што ростер моментално. можеше да го земи. Тоа или освен тоа. Ауди беше. Таа. Алпин оди на млад ростер моментално. Мислам дека Океј. ова му е прилика стварно да го искориста 2025-та за да вида кој возач уствари е пристоен за нивното второ место што ќе го и да го дели Тимо со Гасли. Океј. Затоа мислам Океј. дека е добра одлука. Да, е притисок во 6 трки се докажеш, али Колапинто во Искрено. две трки се докаже дека е спремен за Формула 1. Така. И мора да признам дека ми е еден од помилените најмлади возачи, така да. Антонели Може и најомилен, најмлад Значи, возач, затоа така. ви Океј. јас искрено и навивав за Колапинто во 2024 лани во Формула 2 и го следам од Формула 3 и момчето едноставно мислам дека и со тој негов бекап, како да го речам, со тие негови спонзори, Аха. Аргентина Да. може комотна се врати на Гридо, последно мислам дека беше Карлос Ройтман, Да. аргентинец, значи еве Колапинто е некоја шанса за таа земја, борбена земја, искрено, страстна земја за Страстна секој баш. спорт да се докажи и да ја издигни таа земја на некое следно ниво. А и може би да се врати на календар од Аргентина. Имам слушнато и за Да, тоа. да, ама, да. дека- Буенос Ајрес евентуално, Да. а Термас де Рио Хондо што се вози во MotoGP не верувам да
Адриан со знае. Занезе. Не, Општо за Аргентина како мислам стази, дека да, има. како Да. патејќи се тие неколку. Таа и евентуално градска стаза да направа во Кој што му е Буенос тргнато Ајрес. со градскија патејки стварно. Па види, тоа е може- тренд сега, искрено. Да, да. За жал, лош тренд. Ако Лапинто, Тоа е, парите прават голема Да. разлика во спорт. Money talks. не знам, таа е темата. Тоа е тоа за буквално. Алпин, така? Да. Бриаторе може контроверзен. Ете, смешен луп, лопов лопова за Бриаторе. Едноставно, мислам дека Колапинто многу повеќе ќе се покаже од Дукан, од причина што е поискусен во Формула 1 и Океј. по... Да ја Да. затвориме. И е со- по. Не со- заборав. И е Со по. стейтмент да ја Кажете ни вие затвориме. што мислите за ова, баш интересна тема, еве Мартин Јадрин Грам се поиќе на клонете на кај Франко Колапинто и ја мислам дека е подобро од Джек Дуан, ама еве мислам дека пак заслужуваше човекот повеќе време, ама нема врска таков е спортот, тоа нема Тоа е милост спорт. тука. Еднаш добиеш прилика И повеќе ете да преминиме на последниот тим во шампионатот на Бразилија, да ги поминиме, мислам дека за овој тим најмалку зборуваме цела година, тоа се Кик Саубер се разбира, мислам дека и не Кафе има што Саубер. да се Не, зборува. сега така ќе си викаме Кафе Саубер. Да, ќе правиме, треба да имаме кафе спремно Кафе, за кој ќе кафе стасаме Саубер, за да. Саубер, да. И почнува, знаеш. Види, не беше лоша трка ова за нив, кој ќе видиш, онака не беа последни, онака тоа е интересно за оваа сезона што немаме тим што е константно најспор, тоа е убо, онака за Па беа конкурентност. лани, Не, ете, Кик се Саубер Лани ради- беа, ама годинава не годинава. се. Интересно. Да. Ја прави. Битното е Тоа тоа што интересно. има поени, пак ти кажав, лани, значи пак тој муавет кај мене се станува релевантен. Да, бе, Конкретно Хулкенберг имаше баш добра трка, општо викенд, значи беше тука горе, Саубер не се најслаб болит, едноставно Да, да. максимумот треба да го изва на квалификации во тој сеси едноставно да излеза дали зад некого или после некого. А Бортолето едноставно се мачи уште. Ова сезона на Бортолето ми наликува на првата сезона на Расел во Формула 1, кога Да. возеше за Вилијамс. Да, да, Да. да, баш така. Да. Нема може поени да освои цела година, ама Ама вози, да, искрено ама вози. Се Бортолето покажува против искусен водач. не дека е нешто подобар, или на многу наврати бил подобар. За воzač да вози таков болид и да се конкурира. Тоа не можеш да очекуваш многу со за тоа. Хулкенберг е Тој- одлично. Тој тим не можеш да очекуваш Што многу. Расел се конкурираше со Роберт Кубица. Кубица Да. беше, значи Кубица буквално е бесен на рака, ако ќе видиш. Да. Не е некоја си страшна Иако името му е конкуренција. докажано, ама не беше Конкуренција во не, способност, знаеш. ама конкретно година Бортолето има конкуренција Нико Хулкен. Нико Хулкенберг. Еден од подобрите возачи лани што беа. Дефинитивно. Да, да. И мислам дека Убо се покажува за сега. ова сезона може да се каже дека е како таа сезона од Расел Да. и дека иако сега Да, и може мислам би дека него тој сам гледа. така кажа. Да, сам Тој кажа, така таму ми кажа. е и И ова јас и така така. гледам. А, да. Та и така е, искрено така е. Кој ќе Е, видиш. да. Ништо чудно да заврши без поени, а пак да се смета како добра сезона за него. Значи Исто како што очекуваме зашто Ауди да ја направи таа добра транзиција Да. во 2006 со оглед на тоа Ги има што можностите, има. Значи Ауди е пак се пак не е нешто обично, Ауди е Ауди. Да. Се во Ауди е мотор- марка. сериозен Ауди е Ауди во моторспорт е легендарен бренд. легендарен, големо затоа име викам. е. конкретно таа транзиција Очекуваме пошто доста. стриктно се вратија за новиве правила и мислам дека Може и ја би ги одбраја гледал доста наредна добар сезона момент. во битка за поените, барем сега може би не се, али Океј. наредна така, сезона така. секако конкретно за Мајами едноставно си го правам максимумот, нема ништо да се зборува за нив, Да, да, да. се шалта таа сезона. Чака да помини само сезона Да. буквално, да си се Се навик, да си се фокусира на навикна на транзицијата, новиот да, тим. нема ни за нив нешто многу муавет. Така е. Едноставно пак ќе речам, Хулкенберг си вози кој што треба. Бортолето, ете, дебитанте, нормално е да се мачи спрема мене во таков болид, али не се мачи кизнеј колку, едноставно тука се негде со Хулкенберг. Хулкенберг го води на искуство. Океј. И го гледам може и Бортолето во поени годинава, мислам дека ќе ја заврши кога тоаш. Да. М, Ко можеше Џо може Лани би да освои на- така да може отиде би на некоја и се. среќа, али мислам дека Бортолето може да освои поени. Доколку е тоа е со Кик Саубер завршуваме за Мајами официјално. Го оставаме тој тркачки викенд за нас, а пред да направиме кратка најава на Имола, да ги спомниме како да направиме како апдейт мал на нашата фантаси лига, се разбира, како и секој подкаст што правиме. И како што кажувам на секој подкаст, значи доколку се уште не сте приклучени на нашата лига, слободно приклучете се, значи имаме објава на нашиот Инстаграм профил за тоа како да го направите. А по големата награда на Мајами, во најдобрите три, односно со најмногу поени се сега повторно на врвот се враќа Racing Money од Мартин Димитриовски.
поздрав Мартинче, имаш 1305 поени. Потоа блиску за него е Мек Шуман Racing Team од Виктор Шумановски, 1288 поени. И трет имаме нов тим, Мијау, од Димитар Ангелов, ме натера да се мјаукам. 1255 поени има Димитар Ангелов. Се разбира, значи ви благодариме на сите што сте приклучени. Сега, кој што видов, имаме 70 и нешто како Колку? членови. 70 Жити се, браво. Вау, страге, дајте му аплауз за сектор. Ајде да одиме до 100. Ајде да одиме до 100. Браво, да стварно, кажам. ги- Да, немам видено. 73 поени, како Браво. што кажуваме на секое На за 55 последно видов. Ја. Стварно до од туда толку си има зголемена бројка? Да. Па, 55 најверојатно беше да. последно. Браво, Браво. браво. Фала ви. Вечките е Фала ви, правда. Мечите. Да. За Дечки. победникот, за човекот што има најмногу поени, како што кажуваме, Следува има награда на награда. крајот. Окей. Шампионат. Шампионат. Ќе видиме. Шампионат. Уште не знаеме. Уште не знаеме, има Кој ќе време. победи ќе ги донеси? Не. Ги гивавео го спремаме за 1K, да не мислите, заборавено е малку. Тешко е, Одолго да да се векуваме, ама Ама спремаме, чиме одолговлекувано, значи е голема нешто. Ветеме, следува значи. некој Значи си нешто е по големо и поврзување добро. може би. да. Леле, не ветувајте Нешто. толку луѓе. Абе, не Ако? ветуваме. Нема така. Не Мораме ветуваме, туку ветиме. стварно знаеме дека ќе биде тоа само. Знаеме дека ќе биде Оставите време доста и простор. добро. Тоа што ќе го даде. Така да. Да. Еве во Продукција, продукцијава не запракава. Да. Малку, ама нема Нашиот врска. режисер тук. Ева тоа е за фантаси лигата. Доколку имате нешто да направиме како кратка најава за Имола, нешто очекувања, не знам што мислите дека немам ќе некој- биде, што мислите вие за Имола како патека? Мекларен очекувам доминантен викенд. Да. Стварно. А Имола како патека ми е И Верстапен стварно трет. една И дали може би ова последна трка на Имола? Може да биде последна, Оу, ти да. мислам дека договорот му завршува годинава. историски е реално многу богата стаза, значи. Да, Али И трагично. за воиднина да ја има, јас мислам дека реално може би. полека губи поента, реално немаме. Ја би почнал да тргам други патеки, не би почнал од Имола. Јас би ама почнал дефин- да имала искрено. Стварно? Да. Јас, Јас да. би почнал да имала. Не, ствар, Е. исто, еве кажувам историски многу Дефинитивно богата би стаза. почнал. од Имола. Али губи, ето и ланската трка не беше толку, освен во последните неколку кругови, Да. беше Види, интересно. уба е, не знам, онака, баш ми е Например, живнува болидиве на таква патека. Знаеш, ја би ги тргал сите улични патеки, лично мислам дека Повеќето го ми е на уништува сето. тест патека него ли на тркачка Да, и стаза јас и така е мислам, да. Па трагична јате и така патека. ќе остани за жал, е последна трка трагична ќе и- биде. Ете, трагично. пробаја да ја направат побезбедна, побезбедна ли, губи дали може да се трка на таа патека, не знам. со овие болиди не. Да. Така да, може би со 2600 болиди како што може, ако се како што вика Види- дека се помали, Да, може нешто че може има би разлика. малце би се Пак Виде и би се со таа подобрил, али академија не е е нешто- фокусирана на Монца и Нормално. Монца ќе Монца остане е Да. легендарна заувек во таа Statement. Да. земја и не знам дали Имола како Имола сака да се фокусира на само Формула 1, ете, се врати, имаа дури тие, не ни имаа план да се врата, едноставно му се Така се му се погоди во погоди, 2020 а, поради коронавирус. ете се поклопи за да се Да. врата. Јас никош не ни ја гледав таа патека се врати назад. Мене ми Ние не уба ни ја да знаевме, стрикно може да ја би. возиш, А, таа е али за да постарите тркања тркање пак се ќе тоа ја би ја тргнал дефинитивно. Да. Види брат, за Тоа тоа. тркање и ова сезона и Јапонија немаше толку тркање, како че више Абе, пак Јапонија е немаше, легендарна Јапонија, патека, Јапонија. ама Да. Али тапа Штета ми мислам е дека стварно- вреди реално Не, да остане. Јапонија Сузука, нема- Сузука Јапонија си знај си дошта вреди. има и Нема и- муабет. И интересно да и биде. да трка. али ете тоа е. Очекуваме, значи последна трка зимова да биде ова, доколку како што кажа Адриан, очекуваме Кларен, мислам дека и ти Мартин се согласи Да, со тоа, Па и се Кларен. надевам да биде и најдобрата трка во Имола, барем ете ко за крај нека ја Убо да ја напушта. напушти, Суба, да, ко да се веќе- збогуваме со Убо. Збогуваме Субо. Да. И тоа е тоа. Се надевам дека дошт ќе врни, барем да биде малку поинтересно. Само на тоа се надеваме некако. Па и види, во еве Мајами спринтот требаше што да кажа врни. убав дека е само се не многу А, дошт да. од Без со- фул вет гумиве. Да не може да се се тркаме, а? Да може да се тркаме. Да, така. Очекувам исто така од Red Bull добар резултат, конкретно од Верстапен, а мислам дека и Јуки Цунода веќе ќе се измеша потенцијал. горе во првите 8 позиции, може би 6. Тоа ќе биде добар резултат за него. Очекувам Вилијамс може би да биде пак петти тим, не Ќе да го биде прогноза. пред Ферари. Сега ги кажа. Очекувам Ферари овде да биде многу подобри од Мајами, Окей. патека што моди. Јас На некој не начин гледам Вилијамс ништо, не знаеш. очекувам да биде кизнеј шо, пак да биде петти. Ете, Racing прогноза, Bulls кој што кажа Вилијамс да биде Фаенца, пак подобри од Ферари во Имола. кој што кажа Racing Bulls ги Многу очекувам. ми во изгледа битката реалистично пред. такво нешто. Иако носа Да? абериц. Ја не мислам дека има многу поспори кривини, мислам дека Вилијамс повеќе ќе се мачи. Не дека Ферари ќе биде јаки, ама мислам дека ќе биде побрзи од Вилијамс. Че ја очекувам од Racing Bulls Ајде пак да да видиме. се
во тој Тоа ти е добро мидфилд прогноза, да. бетл да се издигна Да. тие и Колапинто искрено со Алпин, ако Алпино има перформанс, Колапинто да свој поени одма. Океј. Тоа е тоа од мене. Последни коментари. Тоа е тоа. И од мене. Тоа е така тоа и од да. Мартин, тоаш да се одјавуваме пополека, дечки, ви благодариме што се приклучивте нормално, се надевам дека уживавте. Доколку уживавте, слободно лајкнете, коментирајте, претплатете се. Нас многу ни значи се разбира и ќе бидете известени за сите наредни подкасти се разбира и тоа е тоа, се гледаме за наредна трка за Имола, нормално за Имола не се правиме муавет и од мене толку, се гледаме, имате убав вечер, убав ден, се најуб. Италијански чао. Чао. Чао дечки. You've done it. And box now, box. We're heading into the wall, but you've got Verstappen going through turn number 1.